Мирко Lightning Round, на почеток на секоја епизода прашуваме кој од овие два бенда, пошто ова ние нас рачкаме го кој е боље бендот. Имаме кладба што Андреј некаде почитува, сега ќе дефинирам, кај што сите гости што ќе ги прашаме за ова прашање, ги броиме по која страна се. Да. Тој што ќе изгуби на бонус епизодата ќе биде маскиран како клован. Да, окей. Али еве сега ќе види. Може и нешто потешко да му смислите, мислам добра е причата, само треба нешто по-outrageous. Да. Ајде да видим. The Smiths или The Cure? Смитс нормално. Мада едно време 3-0 перо, едно време, пази, за волја на вистината. Значи јас сум Смитски све, едно време Кюр влегла и имав еден краток период, сега зборам за меѓу 86-та, 7-та и 91-та. Кога не бев сигурен, почнав да мислам, леле, може да Кюр поише ми се свијат, може да се бољи. Ама Смитс ми се едни од најбитните бендови живот. Секако дека Смитс, Дејан купува и шминка и перика ќе ми треба, ќе ми Перо ќе, ама Земи и лубриканти шо. парк шема, сезона 2, епизода 2. X. Ти кажи епизода. Не, сега знаеме, сега знаеме. Епизода 2 со нашиот гостин Мирко Попов, Нашиот гостин Мирко Попов. што си уживува чипс, плазе си. И збориме за Сега почињаме. И позбориме за New Order техник и Доли заборев како се вика албумот, Мирко помогни тука. Одбрани последни дани. Така е. И албумот PMG И PMG Скопје. Купе да скала Макс. Неамбициозно. Еј, првиот пат беше Слушај ме сега ти најамбициозен. тука, ако ќе купиш скала магазин. Не, Ако не. Не, купиш ништо. скала Сечи. Сечи крат. Абе, има култура на слушање подкасти, не знам кај нас како и колку е. Па мислам дека во последно време Ептен се покачи. Се покачи, да, така. Пошто порано Тренди имаше. да, имаше еден толку, два, али сега има секој ден гледам нова реклама на Инстаграм, нов Знаете вие што подкаст. правите, не сте глупи деца, че како година и пол или две, еве, испаднало две, ве гледам скала, бодете очи, значи она, не имате некој план. А имам мал проблем, пошто цел живот толку многу сакав само да правам ова све што го правам, значи музика, што и да е, и толку многу правам да битна ми е апириенсот, нели, дизајнот е битен, и онда имаш еден флоу, ке фатиш добро, ти имаш некој карактер, смисле некој дизајн, изгледаме интересно, па онда ради таа некоја глупа хиперпродукција, поготово македонска смисла на зборот, ја мислам дека PMG прави хиперпродукција, или бар така ми зборат другите, ама изгледа вистина. Као, брат, не може да те пратиме многу песни се више, кој бенд сте денес? Знаеш, 7 бенда и одеднаш и онда капираш дека негде си правил фейл со дизајнот, па нешто немате примети, така да дај птене битен, онака, ама малце, вие сте млади, имате можда и по одговорен однос кон тоа, онака, можда ја имам проблем со тоа, да битно ми е да го произведам нештото и онда од време на време ќе ти падне Не. тонусот на дизајнот. Не, мислам дека си во право, пошто еве, јас што имам почнувала последна пола година да правам нешто, јас експериментирам со еден стил на звук, друг стил на звук. И кога ќе размислам, како што викаш, ти си правиш повеќе продукции, различни жанри, различни стилови на песни, аранжмани, шо и да. А другиве бендови у странство, на пример, се врзуваат со една жанр и само тоа го прават. Никој не се замара да иде на страна, да експериментира. Просто е приказната со тоа, музичкиот бизнис те сака онаков каков што те препознала публиката. Да. Значи си направил на песна, еве да речеме ние сме направиле Скопјанка, некој прв сингл и онда сите тоа го сакаат и онда ние сега за да бидеме у игра, за да не викаат по овие македонскиве фестивали или да не сака публика, треба да правиме цело време Скопјанки. Знаеш, и ако не го правиш тоа, онда веќе не си дарлинг на публиката, нормално старееш, не се подмладуваш и тоа е логично у свет, поготово се врзани, знаеш, луѓето за тој бизнис музички у кој што ако си препознаен на еден начин, едноставно сега они мора едно бар 20 години да те продаваат така, пушта, така се продаваш. Као треба си ја заработиш, да си го заработиш правото за да експериментираш. Баш Да речат, така. Баш сега можеш нешто ново да ни пуштиш конечно. А ти иначе правиш музика? Сега почнав да се учам, другари ми купија за дипломирање као MIDI keyboard малецок за да експериментирам, сим на Ableton. Со Ableton. Со Ableton гледав нешто Logic, Cubase, светом некако ми изгледа позбунувачки, реков, Ableton ми изгледа окей, добар формат, некако добар UI. Почнав со тоа, ама ти викам и на тоа заглавив се уште кај што онака викам сакам нешто да експериментирам, ама не знам ова ќе го направам, све е различно
И сега си викам, сега чекај малце, не можам сега да пуштам Добре, различно по различно. Не се замарај човече, ти прави, дури не стигнеш до нешто што стварно ќе ти се свига, па онда прави го тоа, очигледно се уште си Се барам, да се најдеш, така да не се замарај со крајниот продукт. Мислам, ја имам направено колку 20 на албума со 4-5 различни проекти, еве нема да навлагам сите, ќе речам PMG колектив, тој ми е као главниот бенд, имам колку 9 албума, ова е задниот 9-тиот албум, нели? Фратерните. И ја можам лабаво ти кажам дека па нас ни треба бар 5 албума да научиме што правиме. Мислам, у реду ние имаме план, имаме идеја, вака ќе правиме, вака ќе звучиме, ама правиш и ја гледам дека тек негде од тој некој албум 6-ти кој ни е 7-ми Скопје, од таму као знаеме на шо кај сме и кој сме и на шо сме у тој бенд. Така да сакам да кажам, не е нешто дека ти мора сега хитно да научиш, еј ова го правам, ова е мојот стил. Прави и супер се учи со тие грешки или ќе направиш нешто, ќе се избрукаш и онда вака више не правам супер. Така. Сакам да кажам, само лабава музика не е нешто што треба толку многу стрикно да се свати, треба повеќе што те усрекува, јавар така. Па тоа си правам тоа што ми е мерак, например, ако нешто сум доволно горд со тоа, ќе го пуштам без гајда онака се за мастеринг да се замарам или мора да е перфектно. И баш им кој луѓе им кажа да е добро ми се свига песна, ќе пишам кажи што ти фали, као сигурно нешто фали. Абе не, супер, онака насмевки. Викам, бе човек, плюка ја песната ако треба, сакам да знам ако нешто не ти се свига, пошто инаку нема се подобро. Ама ти треба некој што знае прилика во некоја таа сфера што може да ти објасни, другарите сигурно не. Прати ми ако сакаш некој да ти исплюка. Не, ама јас сум мора брутално искрен, знаеш, увек на музика прво пред себе, кога сум бил клинец и кога сум, знаеш, ја не сум некој роден као генија сум, имам таленти, вау. Врска немам, јас сум дури антислухиста, ама мајка ми се рекаше, ќе ме фати како пеам, викај синкове као магаре пееш. И редовно ми се дешава у целиот мој живот и кариера, јас само со музика сум се бавил со ништо друго. Значи од клинец купувам плочи од 8 години, а од 92 година, значи тачно 30 години професионално се бавам со музика и со ништо друго не сум се бавил. И као антислухиста врска немам, али толку многу слушав музика и секојаш што нас ја набива в главата со музика и од таму искача она што се бавам со музика, од таму ми доаѓаат идеите. Набиена ми е глава со музика, набиена ми е со поп култура, значи со книги, со филмови, со искуство во животот. Нормално е да ги правиш песните. Како ти кажам, не се замарам со тоа дали јас знам да пеам, дали не знам, дали овде супер е некој ќе ме изврега, она ќе научам, ќе напреднам. Ти викам ми треба албуми за да стигнам негде, така да. Дали почна ти со софтвер кога почна музика да правиш или првин turntables па после се префрли на софтвер? Јас кога бев клинат сонував да имам бенд, да пишувам песни, пошто тоа ми беше лесно да пишувам песни некако, не знам. Али никад не почнав, никад не направив бенд, никад не научив да свирам нешто и кога станав доволно голем, одеднаш имаше таа некоја техно револуција во свет, почеток на 90-ти, одеднаш испадна дека сум диџокеј, пошто имав многу плочи и одеднаш испадна дека сум диџокеј и почнав пуштам музика. Така да со тоа почнав, никогаш не научив да свирам. Као природно си дојде, усвари, не е некоја намена дека сега тоа ќе станам. Па ја не ни сакав да бидам диџокеј првите години, таму 92, 93, 4, 5, 6, 7, 8. Или не ни се пишував диџеј, или имав едно БП, што е кратко од Бенард Панасоник, еден мој омилен стрип од порано и онда као не ќе да се знае дека сум ја, онака деперсонализација се фурав на тоа и као даун ми беше тоа диџеј, ама едно време научив дека диџеј е многу битна и многу добра работа, осим кроз работата она што ти всушност ти као некој факултет си кога си диџеј, ако обрнуваш внимание или ако многу ја слушаш и ја знаеш музиката и ја сакаш битна ти се свиѓа. Знаеш, она не лажам, ми се свиѓа ова и сакам да го пуштам пошто ми се свиѓа. Не пошто сакам да искочам таму и да пуштам. Знаеш, не сум ни некој лајкабл, има луѓе се родени под срекна звезда, се лајкабл, се појавуваат, што не ја пуштиле песната и више ги сакаат. Мене ми треба 10 години за да некој ме као засака или признае. Али сакам да кажам дека го сакам тоа, ми се свиѓа песната и се држам до она што ми се свиѓа и тоа е она, мислам, најакиот момент од целата прича со која сум се бавил и зашто сум се бавил. И онда ти го сакаш тоа и во еден момент ти свири музика у глава. И едноставно као на некој факултет. И онда после околу 27-8 години си реков, добро, што правиш ти, само правиш журки, лом се правиш. Не се враќаш 5 дена дома, само пушташ музика и парче си
и може да е време да почнеш да го работиш она што викаш дека треба да го работиш, значи свој бенд, своја музика, дискографска куќа, пошто сакав и да издавам музика на луѓе, значи целата таа приказна околу музика, све, некој тип на имагинарен културен центар кој се бави со сите аспекти на музика и пишување, и продукција, и компонирање, и продуцирање, и издавање, и организирање на концерти, и свирење на концерти. Сите тие работи едноставно се погурав себе кон тоа и почнав да го правам едноставно отиде у тој правец и нема враќање. А за дискографска кутија ти си правиш скаутинг сам за луѓе што сакаш да ги викнеш или онака као word of mouth некој ќе ти спомне и види ги чуј ги дечкиве? Па види, веќе ова дискографска PMG Recordings, мојата дискографска куќа која by the way сега оваа година го издава 200-тото издание. И има уште и неколку сублейблови, PMG Jazz, PMG Tanz Digital, Македонида и сега имаме нова, уште у моментов ја спремаме Контемпо, посветена на современа класична музика. Значи со се тие околу 250 изданија укупно, али 200-то издание PMG Recordings е оваа година, првото издание 98 година. 1998, значи ја веќе долго време се занимавав со музика, не само што слушав музика и се дружев со музичари, него веќе и работев, значи од 92 до 98 веќе 6 години сум бил што би се рекло бизнисот и знаев доста бендови, знаев доста луѓе, исто така не можам да заборавам дека осим што пуштав музика од диско, бев дисџокеј и работев на Канал 103, музичко радио Канал 103 кој на овие новиве генерации не ми е толку многу познато, но Канал 103 на времето во 90-ти години, постои 91-а, беше као некој интернет пред интернет, значи Скопје ако сакаш да слушаш алтернативна музика некоја која она не постоеше едноставно, нема интернет, нема од кај да чуеш. Тоа беа некоја екипа луѓе кои беа во Канал 103, така. Оние имаат таа музика и никој друг ја нема. И ако сакаш ти да слушаш алтернативна некоја музика, мораш да пуштиш 103. Ја бев многу среќа да бидам донесен на Канал 103 од еден постар колега, еден од првите македонски, ако не и првиот македонски миксинг диџокеј, Божидар Јовановиќ Боле. Он се уште пушта музика, он е 5-6 години постар од мене. И просторот да работам на 103 ми донесе неверојатен простор да ја се изразам, знаеш, као прво као млад човек кој ја бара својата слобода на израз, да пушта она што сака да пушта, да збори она што сака да збори, пошто 103 беше осим музички и револуционерна беше и општествено, социјално револуционерна, значи таму се збореа работи кои луѓето не можеа да замислат да ги зборат у 93-94, па доаѓавме доста усудери со властите. Но да не должам премногу, работејки како дел од тоа радио, работејки како организатор и диџокеј на клубски настани, на концерти, запознав многу луѓе кои кога стигна моментот да ја почнам да имам лейбл, PMG Recordings, веќе ја знаев цела сцена, едноставно генерално тргнавме, намерата беше да издаваме она ние што го работиме, ама уште тогаш бевме на твој ниво сега, уште бевме со некој дема, со некој не ни е јасно што правиме, така да тргнавме да издаваме музика на други луѓе кои беа у тој момент нешто, особено млади, битни. Дури мислам дека за првото издание рековме као ајде дечки сакаме да издаваме компилација на електронски млади автори и она малтене као некој конкурс, не беше ни конкурс на радио, рековме праќајте ни она и одеднаш една цела генерација се појави која ни испратија и ја упознав многу луѓе кои до ден денес ми се пријатели луѓе као Даме Јановски, као Роботек, на второто издание Игор Новоградска, он работи доста музика за филм, значи еден куп луѓе кои некои од нив се хакери, некои од нив се прават музика за филм денес, некои од нив прават се програмери, некои од нив се музичари до ден денес. Така да на сите начини наоѓав музика која би требало да се издаде и углавном беше тоа некоја свежа, нова македонска музика, нешто што е во духот со времето, знаеш, и ние бевме млади, бевме ајде да покажеме сега новата генерација што има да каже. Така да полека се градеа тие познанства и тоа ниво за да можеме да реализираме као лейбл. Тоа е предноста, баш што спомна за сцената, дека веќе кога си почнал повеќето ги знаеш артисти, настапувачи, што така ти се проверени луѓето барем. На лично ниво си ги запознал, барем речеш, ово е кул човек, гледам што прави, ми се свиѓа, топ ќе биде за колаборација, за да работи за нас и све. А вака со поголем маркет, со поголема популација, баш оно скаутинг се дешава. Да. Ризик зимаш преголем, пошто не знаеш кои се луѓето кои ќе чуеш. Сега го има, што викаш за 103, го нема тој медиум како што било радио тогаш на времето, кај што
многу луѓе се фокусирани само на тој, може да, што викаш конкурс, може да се пријават и стака да се пријават. Сега е раштакани медиуми на Facebook и на Instagram и као сегде е различно. Тоа е многу интересно, ова сега што го кажете всушност е многу интересно и социолошко, општествено и историска, интересна за ебанци, интересен нагол. Заради тоа што ние кога бевме клинци, 103 беше единственото нешто што е као некој алтернативен медиум, единствениот медиум кој правеше некакви журки. И ги собираше сите алтернативци на едно место, значи 92 93 ќе доеш у некој недела вечер му Сандра, она што е тотално црна дупка таму, сјебана ситуација која што имаш панкери, металци, технаши, гранџери, алтернативци, инди, сите се на едно место и пушташ по 30 минути музика и другите се љутат кој иде музиката што не им се свига, знаеш. И тоа беше централизирано, пошто немаше ништо, може да уште некој кафич и едноставно све беше на едно место. И ние баш сонувавме Скопје да биде град, мислам ја го кажував отворено. Јас сањам Скопје да биде град кај што можеш да искочиш една вечер и да бираш кај кидеш, дали сакаш панк рок концерт, дали сакаш драм енд бейс, дали сакаш хаус, дали сакаш не знам ова, дали сакаш да бираш едноставно. И сега, знаеш, на некој начин тоа што е свет централизирано на едно место, колку и да било епохално у тој момент и колку да сме биле револуционерни, бевме револуционерни и направивме вистинска револуција, посебено преку 103 и тоа рано PMG у 90-ти, во начинот на кој што се гледа на работите, у критика на општеството, у нова музика, у нов начин на излагање, у начин на како се вика тоа, на реализирање на активностите кои си надвор. Сепак тоа е некоја централизираност и тоа укажува на една провинцијалност на тоа време. Колку и да сме биле ние револуционерни, ние сме живеели една провинцијална средина. Ние може да уште живееме во една провинцијална средина, али за разлика од тогаш, денеска таа раштрканост, значи денес имаш пуно интернет радио, денес имаш Амок радио, имаш не знам кои се тие други клинци, има многу клубови, има многу кафичи, има овакви работи као вие што го работите, што тоа време беше незамисливо. Све беше на 103, значи има милион млади луѓе кои се прогресивни, кои се заинтересирани да размислуваат слободно, отворено, да бидат креативни, да креираат свој простори у кои што ќе се изразуваат и едноставно сонот на некои луѓе као нас у 90-ти денеска всушност е јаве и тоа се случува. Е сега нормално дека е сега новото незадоволство од тоа што е така и дека треба повеќе заедништво, повеќе квалитет, повеќе пари у култура, сите тие работи. И тоа е задачата на новите генерации, да седнат сега они и да се изборат за ова што го има да биде уште подобро, знаеш. Сакам да кажам, супер прашање ми беше. Ова баш ми се свигаше пошто знаеш, пуно деца не знаат да го ценат ова денес што го имаат. Знаеш, и ја имам забелешки, ја можам да го критикувам денешното време, раштрканоста, неединството, пошто знаеш, пак сме малку. Колку и да има многу кафичи, многу клубови, многу магазини, многу интернет радио, многу подкасти, многу поише од порано, пак некое неединство и некоја ствара впечаток дека нешто глупо се дешава, дека не сме задоволни. Али незадоволството е лежи во основата на напредокот, знаеш. Ние тоа го правевме тогаш пошто не бевме задоволни, немавме кај да искачаме, Да. Можеш да направиш журка за да имаш кај да искачаш. Ако што да има кај да искачам, ја ќе си направам сцената, мене што ми се свига, ја ќе го отворам. Буквално. И мислам дека тоа го прават и денес, сите имаат идеја и сите се обидуваат да го створат тоа, поради тоа што денес за разлика од тогаш има многу поише технолошки погодности кои буквално ти дозволуваат ти од твојата детска соба да имаш студио, да имаш видео подкаст, да правиш филм. Буквално ако си креативен клинец денес можеш да расториш од дома. Сакам да кажам, тоа нормално многу го злоупотребуваат и ужасно е, за хејт се употребува главном. Али па има деца кои го употребуваат креативно и има сјајни фаци, ги упознавам и гледам. Така да сакам да кажам дека секој време си има свои предности и ние тоа не можевме да го замислиме у тоа време, знаеш. Така да треба да се искористат погодностите и треба незадоволството да се искористи за да шишкаме напред, знаеш. Па беше добар пример Амок радио сега што исто го направиле, го немало, не постоело тоа они што сакале да го има и буквално си го почнаме. Па умре у корона техното, умре, снема, не можеш да идеш, не можеш ништо да правиш, луѓе по дома лом се прават нешто. На децата им беше битно да се собираат и да миксаат, да пуштаат музика, пошто техно у својата основа не е она што денеска го гледаме као некоја поза или некоја ситуација која што многу луѓе злоупотребуваат за да бидат познати, него у свое време у основата на таа култура лежи sense of community, знаеш. И битен е тој комјунити, луѓе да се соберат заедно кои мање више имаат слични афинитети или слично размислуваат или па различно размислуваат, сакаат да комуницираат, и онда преку музика да остварат одредена комуникација и со самите себе,
кон внатре, но и кон надвор со другите. Ево, овие клинци од Амок Радио, за тоа ми се свига, заради тоа што кога снема сцена и кога снема клубови, кога снема ништо, се види дека они се децата на кои што им е најбитно у градов сега да се собираат и да миксаат, да пуштаат музика и направи радио, направи еден комјунити за да може тоа да го реализираат, тие потреби да ги реализираат. Затоа ги ценам. Амок се супер, мислам ги знам дечките од средно студиравме заедно. Колку вас се они? Наша генерација се наша повеќето. И као да кажам се воодушевив кога видов дека прв пат најавуваат дека лајн прават за диџеј, секоја недела мислам дека нови луѓе вика да пуштат. Паш и за тоа се фрапирав што спомна за надпреворот што вие сте го правеле на 103-ка. Као да кажам модерен шок мене ми се деси кај што онака секоја недела нов диџеј искача. Ја си викам што се деси одеднаш. Ја мислам дека кај нас не се практикува веќе тоа и дека многу поретко е. Не, многу е брутално популарно е, она дури е вулгаризирано популарно, мислам немој сега да почнем да зборам лошо за диџеј, ќе читате за тоа во мојата прва книга која се надевам ќе успеам да ја довршам. Од кога почнав, пошто пишем цел живот, скрибоман сум, нели? И пишем доста текстови за моје песни, сум пишал текстови за други луѓе, али углавно за моите песни, плюс нешто свое приватно што пишувам. И реков може да време е за книга и смислив концепт топ 10 као 10 песни и за секоја песма обработува одредена тема и напишав за диџеј и тоа 3 агла напишав. Више имам 3 причи за диџеј. Едната е многу лоша, едната е многу топла, искрена и добра и едната е многу откачена. Сакам да кажам, има милион начини на кои што можеш да им се обратиш, да им придеш на диџеите. Така да денеска она буквално си Ќоро и Сакато е фотограф, диџеј и сега више шо беше уште модерно Трапер. Добро, трапер. Не, имаше модерни порано, нели се знае, фотограф ќе купиш апарат и сликаш, добар си денес ќе земеш iPhone и сите тури филтери, сите се уметници. Сам да кажам, и писатели, денес и писатели, виж, сам за себе зборам. И писатели се денес, нема кој не е писател. Сакам да кажам, очигледно и технологијата возможува сите луѓе да се бават со тоа, до негде и добро, знаеш, пошто им помага терапеутско дејство, има бавење со музика, пишување, бивање диџеј, нели. Сето тоа има терапеутско дејство. Сега многумина не се талентирани на сила го прават тоа и успеваат да имаат простор ради X причини, нели X, да речеме, неблагодарни причини. Али па искачаат и пуно талентирани и добри деца. И ќе се збуниш и ја мислам дека ќе има све мање и мање, има све више диџеј. Тоа ме зачуди, да. Хиперпродукција. Мислам ме воодушеви, пошто јас си мислев дека луѓе не се замараат толку во текот на корона, сигурно као не знам ќе ротираат почесто истите луѓе, ама навистина секоја недела нов човек искачаше. Да. И затоа и денеска дисџокеите се безвредни, финансиски, кај да работиш као дисџокеј добиваш ужасно малку пари, така да самата професија е, како да кажам, унередена максимално, поготово Македонија, кај што има многу помалку простор, многу помалку пари и зависи од разноразни фактори кои немаат многу врска со реалниот квалитет, знаеш. Али квалитетот секогаш ќе искочи, секогаш постои, секогаш ќе најде некоја пукнатина да излезе и оние најпосветените, најдобрите, најталентираните ќе најдат начин како да искочат на површина, знаеш. Тоа што го спомна за квалитетот за новиве генерации кога сега почнува диџеј мислам како да миксаат, да продуцираат. Мислам дека в последниве 10-20 години скоро се дешава шок на премногу опции имаш. Премногу ствари можеш да почнеш да ги правиш и да пробаш до негде, ама место да кога ќе се деси едно плато, кај што веќе не се подобруваш и ти место речеш, окей, ќе се закопам тука, ќе се потрудам да се избијам. Не, што ќе се замарам, ќе се бавам, фотографија. Не ми иде фотографија, окей, ќе пробам да свирам гитара. Не, писателка стана. Ама не, као на некој начин, препоставам по старите генерации кај што немало толку опции, тоа што ти правило радост, си рекол, окей, ова ќе го фурам до крај, сакам да видам до крај ќе иде. Пошто немам опција да дигнам раце и да отидам, не знам, серија да гледам на Netflix. Не ќе да звучам грубо, али ќе се збуниш колку е исто. Без разлика колку ресурси има, еве сега јеби га постар сум и можам да зборам за работи од 80-ти, од 90-ти, пошто живо се сеќавам на нив и сум учествувал и моите генерации растеле без интернет. Значи ја прв пат ZX Spectrum 82 имам, еден другар на 5 имаше и значи сакам да кажам, немавме ние таа технологија, имав едно гемче, покушавам, имам клинец 8 години да му објаснам, он игра игрици има 100 и покушавам му објаснам дека имав едно гемче, Фрогер брат и една игра играв. И тоа беше тоа.
тоа и вика што цело такво и само една игра. Вау. Сам да кажам имаше многу помалку опции, знаеш, поготово пред интернет и пред оваа некоја технолошка револуција која сега ја живееме. Али повторно луѓето беа недоволно решени, недоволно истраени и никој, многу малку од луѓето беа спремни да го изодат оној екстра майл, како вика, она екстра милја од која ќе стигнеш негде и сваќаш дека и сега е заебано, ама тек сега треба да почнеш, она ти што го рече, веруjem и порано така правеа и онда ќе исконформираат, ќе ги бутнат негде во некоја фирма, татко и мајка им да работат. И готово, да. Порано беше и социјализам, не беше као денес компетиција заебано, оно него имаш фабрика, имаш она ќе те бутнат негде и решен си до крај на животот. Во на стрината ќе те редовна плата, идеш на одмор, имаш стојадин, имаш стан, идеш на одмор сигурно, имаш за јадење, знаеш, тоа беше решено. И веруjem и дека истиот проблеми тогаш се дешаваше, не идеа до крај. А тоа сега имаат децата и луѓето многу поише опции и ова и пак стига до, знаеш, не зависи од опциите, зависи од луѓето. Знаеш, ти колку си спремен да доодиш нешто до крај. Така. Тоа за опциите да со тројка се вратам, пошто го слушав Ептен со тројка и бев во тој момент кога прекина да го даваат више како радио канал, негови се префрли на интернет како радио. И многу ме зачуди што тоа што повеќе, иако постојат сега тие опции на интернет, ќе најдам нешто, повеќе интересни ствари, по рандом ствари дознав на 103 него на сам да се истражувам на... Да. Значи пак е... Тоа е логично, сепак таму слушаш емисии од специјализирани луѓе кои специјално прават емисија за блуз или за, не знам, техно или за ова или за она, или фристайл, не е битно, али они се фрикови. Тие луѓе се посветени на таа музика или на тој тип музика или на тие типови музика или на таа култура, дел од една поп култура специфична и они целиот свој живот го посветиле на тоа. Ја, например, јас сум копил кој искачи од 6-7 години чита сите југословенски списанија за музика, ИТД, рок, джубокс, ритам, значи читам као будала, после читам странски списанија, браво, не знам, New Musical Express, Melody Maker, Mixmag, DJ магазин, whatever, има милион, читаш рецензии, читаш изданија, читаш за бендови, купуваш плочи, порано беше потешко да се набават тие плочи, до душ Југославија имаше искача одреден број плочи од странските, ама немаш све да купиш. Па онда мора да бушиш канали како преку странство некој да ти носи нешто. Значи мораше многу поише да се посветиш за да го имаш тоа. И ти мораш доста да знаеш или бар ако не знаеш да надокнадиш со ненормална фантазија или фанатизам у кој што си толку убеден да ти си толку луд да дури да не си управо вреди да те слушаат пошто си интересен или ќе дознаеш нешто, знаеш. И тоа се тие луѓе, за тоа се тие луѓе добри да се слушаат и тоа овој денешен свет мислам дека малку му не достига пошто нели одеднаш сите стана експерти за све. Нормално, да. Што е уреду, знаеш, мора веројатно да се пројде кроз тоа некоја дечија болест, не сме научени, ние сме као некои дилетанти овој некој интернет свет и повеќето врска нема, а ти нормално мора да пројдат кроз она дури не сватат дека ипак треба да ги слушаат луѓето што подобро знаат. Така да тие луѓе таму у 103 беа луѓе што малце подобро знаеа за таа работи, кога ги слушаш, знаеш дека можеш да го провериш дека е добро, знаеш. Ти сам ќе бараш, ама ти мораш да станеш стручњак за да можеш да те слушаш. Така. Тоа е тачно разликата. Ама и денес ги има, знаеш, и денес треба да знаеш кога да слушаш, кога да не, али она какофонија од идеи и она какофонија од стручњаци. Така да мора да се изверзираш, мора, видим, денес луѓето мораат многу многу по-спремни на критичко размислување, на отпорност од булшит, на отпорност од глупа пропаганда, на да се образуваат за да знаат што да гледаат, што да слушаат. У тоа време малце беше полесно, знаеш, имаш едно радио, го слушаш тоа радио, all we hear is Radio Gaga, пошто нема друго. И онда тие таму знаат, ти немаш појма и тие таму кои дебили сме си, сам не беа тоа некои гениални луѓе, она све се фрикови, онакви ги гледаш кейс, она случајот примерок. Али он, брат, седи и има 700-800 плочи дома од ова и знае за тоа и можеш да го слушаш. Знаеш, тоа е таа прича. Кибордисто на Рамштайн имаше многу јака реплика што ја читав на интервју, кај што човекот израснал во Источна Германија на времето, баш пред да се скрши зидот и да се спои Германија, и вика, абе супер се сите овие опции што ги имаме сега како бендови, како луѓе и све, ама искрено вика ме нервира фактот дека има толку опции. Вика, мене ми се свиѓаше на времето, се пак као ја 25 годишен, немам појма како било тоа време, као реплика што сум читал, вика, сидев у бар, седнам на шанк и човекот ми вика светло или темно.
Нема да сакаш Амстел, Хайнекен, Стела, Скопско, шо иде. Не. Светло или темно. Лева или десно? Готово, лево или десно. И што сакав да надоврзам на ова е дека тоа што спомнав дека толку си требало да се замараш да стигнеш до некоја плоча, до некој бенд да откриеш или радиото да го пратиш. И толку и толку сад свират тие дечки или пуштаат музика, сигурно нешто ново ќе направат или ќе ни покажат. Тогаш многу повеќе си го ценел тоа што ќе го најдеш или направиш, него сега кога си кога Тоа е вистина. Али ја да ја ставим работа во перспектива. Значи, генерацијата на моите родители, татко ми прича некоја прича, уште го чувам некој грамофон Фигаро. Он нешто се замишлял, пуштал музика, иначе беше обвинител окружен, оддавна не е со нас. И како имале они журка, имале 30 плочи, ама ги забораиле и само Том Джонс имале Green Grass. My Home, знаете таа на Evergreen ствар. Не е битно да не ви пеам сега, да не ја расипам убавата атмосфера и вика заборавивме све и само со таа плоча цела вечер. Сакам да кажам, на нив им било уште потешко и уште поише ги ценеле тие работи. А денеска делуе, да речеме на генерацијата на моите деца или да речеме пошто имам и ќерка колку вас голема 22 години, им делуе дека е све полесно, има поише опции. Не мислам дека количината на опциите е нешто што одредува. Па мислам дека твојата решеност или твојот фанатизам да продреш подлабоко и да научиш повеќе за нештото е битна. Заради тоа што сите генерации, секоја следна генерација е попаметна од прошлите генерации. Автоматски. Значи, јас се раѓам автоматски со сознанието, несвесно го знам све она што го знаат моите родители. И ја примам информации на многу побрзи медиуми него моите родители што примале. Моите родители гледале црно-бела телевизија и слушале 2 радија. Ја гледам телевизија боја, слушам милион радија, дури работам на радио и сега више примам дигитални информации. Моето дете се раѓа и му давам, да речем, има таблет и еднаш место таблет му давам компјутер и вака му прави. И вака ми шо му е на ова бе? Не работи. Ме разбираш, сакам да кажам дека автоматски секоја генерација е спремна да прими што е можно повеќе информации. Значи вие сте научени да примате побрзо повеќе информации од мене. И вие сте попаметни од мене, тоест имате поголем капацитет од мене. Само е прашање дали у вашиот сараундинг, у вашиот нов сараундинг со многу информации, со многу опции, сте спремни вашиот абилити да го развиете до степен за да стигнете таму кај што сте тргнале. Ја така гледам. Да искористиш усвари се до тоа што го имаш на располагање. Знаеш, никад не сум фејор да зборам дека порано било боле, сега мислам дека цело време е исто и цело време зависи од тебе. Како ти ќе ги искористиш твоите способности у рамките на она што ти е дадено како техничко-технолошко обштествена рамка. Не, нека да кажам дека е боле старото време, ама дека барем некако нашиве генерации поиќе се врзуваат на времињата кај што не ги доживеале. За некој начин, што е многу synthwave, retrowave. Да, има по цело време, цело време се врти све околу. Цело време се врти околу 80-тите, 90-тите, враќање на тој стил, на облека, на музика, на... Му збориш, мала, јас сум фраер, град, фонтан. Уште од 80-ти, прв на коцка, прв ушми. Ја 89-та почнав да искачам у град, реално, значи ја 80-ти главно ги замишлјав, али еве еден од најголемите хитови живот ми е 80-ти. Така да се врти, да, цело време округ и тоа е нормално, заради тоа што мислам ми се свига колку и да делува поза или не знам, се преиспитуваат вредностите од порано и врз тие вредности се ствараат нови вредности. Нормално некој ќе направи некој булшит, ама некој ќе направи добра музика. Верувам и 80-тите се осврнуваат на некои времиња од претходно, знаеш, као ние кога бевме клинци гледавме филмови као Брилјантини, не знам кои, она се деша у 50-ти, у 60-ти, супер фраерски, и сега гледам филмови што се дешаваат у 80-ти, ова се сеќавам брат, ја сеќавам много, као си викам, ова, значи колку сме биле глупи, као ние ова гледавме 50-ти, 60-ти, не изгледаше оддавна, уствари, ти си стар, не оддавна. Сега чекаме филмови кои ги скачува за сега, за 20-ти, 2020-ти, усвари. Да. Тој е нешто што многу чудно го запримите, пошто јас сум голем фан на synthwave и retrowave, тој стил на 80-ти, 90-ти за електронска музика. И има новиве артисти што искачаат сега у странство што ја прават таа музика, поеќе звучат на 80-тите него артистите во 80-тите, што е многу чуден феномен. Да. Не, ја би рекол преверно звучат. Преиспегнато. Да. Поверно него што треба. И имаат изгубено на сировиот
едж, како би се рекло едж на македонски? Да немаш опрема, да Сировата немаш ивица. софт. Да. Пошто во 80-ти имаше една сирова ивица, дури поп музиката која тогаш беше уствари ужасно добра. Затоа, значи никад не да викам порано беше болја, али поп музиката во 80-ти можам вака, како си имам еден лик што е у парк, што седи и кажува нешто, поп музиката во 80-ти е најболја историја. Change my mind. Да. Тоа, да. Тоа, пошто стварно беше она, и на некој начин беше авантуристичка, а па она, рефрен, она, знаеш, све има мелодија, тралала, али имаше цел тој, поготово електропоп на кој јас сум растен, тоа е првата музика што сум ја купувал, значи Депеш Мод, Дуран, тоа е она моите први плочи. И мислам дека и ден денес се приметува дека ја тоа сум слушал највише. Седам да кажам, имаше пак некој едж, тоа беше ново тогаш и уште не беше толку испеглано. А денес клинци кога гледаат на тоа време прават пресовршена музика која звучи као 80-ти. И јас се уште нели сум диџоке и се уште преслушувам све што искача, бар што мислам дека вредно. И нормално малце ме нервираат тие пресовршени продукции, али од време на време има така добра музика која звучи као 80-ти од денес, да баш ми е гајле од тоа, да разбереш, ја пуштам. Сам да кажам, не е битно, али да, управо си, добро си забележал. Пресовршено. Пресовршено, да. Ама види, денес клинците ги имаат, клинците се јебика. Извините. Ги имаат тие алатки, тие тулови да сето тоа можат да го направат совршено, баш кај мислам дека и се челендж до позитивна смисла на зборот, предизвикани се да речат, аха, ова е вака, сега ќе виш што ќе направам. И ќе направи некоја песма и вака гледаш и брат. Ова боле од тогаш. Стандардот е качен до такво ниво што веќе се чудиш што се дешава. Па дај да видиме и нешто, знаеш, стандардот е битно да се качува, знаеш. Мене ми значи као диџоке или као продуцент, ми значи добра продукција, ми значи кога тоа добро звучи, ми значи кога некој клинец направил толку добра ствар, ама и продукциски е толку добра, да ја кога ќе ја пуштам, да речеме, некоја вечер диско, она влага и доминира на начин да ја тотално одушевам публиката. И мене клинецот ми завршил работа. Така. Баш сакам да те прашам тебе за со претходниот гостин исто зборевме за ова, за во продуцентскиот аспект. Он спомна дека он многу преферира помалце канали да се користат и помалце инструменти во неговата композиција, што на пример ја тоа кога сега учам за тоа, многу луѓе кога ќе ти покажуваат туторијали или како изгледа нивната workstation, тоа е хорор. Тоа се 700 канали за една песна, не знам колку за само перкусија користи 30 канали 40. Си викам, човек, како си седнал толку време да го куваш тоа, да го направиш, кога истото можеш до негде да го постигнеш со многу помалце. И тоа ми беше прашањето, дали ти преферираш помалце посимплистична композиција или сакаш онака комплетно комплексно со рандом сампли, рандом ти да си твориш звуци и така да го споиш нешто? Музика е као некој, не знам, ако сакам да бидам поетичен, викам дека тоа е како се вика, јазикот на универзумот. Универзумот зборува со звук, со музика. И тоа само по себе е толку многу комплексно, има толку многу опции, значи без разлика дали ја свириш акустично со инструменти, дали си имаш симфониски оркестар или само еден човек на еден инструмент, тоа онака има незамислив број на опции и комбинации. Значи можеш да имаш еден канал и можеш да имаш милиони еден канал. Без разлика колку души сте или што правите и како да правиш. И ми се чини дека пак ќе речам, не е толку битно колку канали имаш, него како звучи на крај. Така. Ја лично, у мојот некој музички развој или као некој композитор, продуцент, како ќе го крстиме, би рекол композитор, мада и као продуцент работам пуно. Али имам напишано многу песни, можда 500 песни имам напишано издаено, немам појма. И у задниве, не знам колку години веќе и дури ги работам ја. Лично порано ги работев со моја екипа, знаеш, ја му пеам, он прави. Пошто ја не знам ноти, морам да ти отпеам или да ти викам дуч. Знаеш, сега сам го работам тоа. И цело време мислам, ме гони мислата дека она less is more, тоа не е ништо ново. И тоа дефинитивно функционира у музика, заради тоа што поготово да речеме електронска музика. Ако со помалку инструменти успееш да направиш повеќе месо, повеќе облик, повеќе случување, повеќе дешавање, супер за тебе. Заради тоа што не мислам дека компликацијата или ако наредиш 100 канали, дека си по-добар, по-талентиран или по-комплексен, или ако имаш помалку дека си поглуп. Напротив, што ќе правиш со нив? Ја имам тенденција секогаш да не набилдам многу. Али зависи од песна до песна, зависи од проект до проект, знаеш, работам проект што се вика PMG колектив, бенд Кантон 6,
со Сетстат работам Мирко Попов, ова квартет работиме као продуценти, ја и мојот компањон Синиша, гитарист на PMG музика за Александар Велики, кој е соло басистот од PMG, има свој соло проект Александар Велики, значи и тој бенд сме, пошто и свириме со него, и не знам уште кој имаме Македониде, кој ќе се одвалиме, правиме луди рапови, као некои кретенски ликови ги измишляме и она може и да се free download pmgrecordings.com. Сите изданија на Македониде се некои луѓе мислеха сме луди, некои луѓе мислеха сме гениални. Само кажем, имаме разни проекти и сите тие проекти си носат различни овакви. И поисто зависи за кого работиш. Например, заднија години од кога доста соработуваме со оваа некоја джезерска екипа околу Сетстат, кои ни се многу добри пријатели, заедно со нив имаме лейбл PMG Jazz, више имаме 30 кусури изданија кои дури добро прагаат. На Bandcamp имаме некои рецензии за некои многу талентирани клинци джез што свират у Скопје. Јас се забезекнав колку талентирани деца има што свират джез. Има некои бендови као Taxi Consilium, као Светлост, као ќе заборавам ако за Светлост сакам да те прашам дали е на PMG Jazz. Да, разбија, добиваат добри критики, се продаваат, ме разбираш, значи PMG Jazz продава устранство. Bandcampот. Ја никад не сум продавал музика нешто посебно. Значи не сме ние нешто продаваме, не сме некој бизнес. Не е битно сега кажам дека тоа успех пошто некој странец го препознал, па онда имаат рецензии па купуваат. Него се вратам назад. И доста почнав да соработувам со таа екипа, со некои постари джезери пред се Владан Дробицки од Сетстат и таа екипа, они се по мене најболјиот джез бенд у Македонија, баш сега работат на нов албум. И тие луѓе, на целата наша амбиција, пошто ние доаѓаме, ја, мојов другар Синиша и компанија, не сме од не музичко, значи ние не знаеме ноти, не знаеме ништо, само имаме имагинација и се обидуваме да пластиме. И кога почнавме поише да соработуваме со тие луѓе, ни се отворија и нови опции, се ослободивме кон нови варијанти. И сега, знаеш, има некад правам песма у која има 9, 10, 12 линии, и сега одеднаш имаме идеја, имаме пластиме и сега стигаме и имаме песма кај што имаме 60 линии. Сакам да кажам, не сум сигурен кој ќе почнам. Ја имам тенденција да бидам што е можно поминимален, што е можно поприбран, али не знаеме кај ќе отиде. Така да слободата е битна и битна е сенсот да препознаеш кога е доста. Тога мислам дека многу музичари го имаат тој проблем, не знаат кога е доста, продолжуваат или не ја завршуваат песната и онда влагаат у тој луп на никад нема да завршат ништо или па знаеш прерано ја пуштаат. Мада по мене боле е прерано да ја пуштиш и да се избрукаш, него никад не завршиш. Пошто ако се избрукаш пред себе ќе научиш што не треба да правиш. Ја го имам тој проблем на перфекционизам кај што нема ништо да издадам, пошто мислам дека ќе биде лошо и свето и го тупам онака максимално. Ја обратно тебе, ја ги фрлам само и чекам некој да ме плюкне, не рече докшеци. Ама не и друго не е добро, пошто кај може до толку ќе го тупиш и ќе го преправиш и ќе го правиш од поново, што кај оригиналната идеја више ти отиш така. Франкенштайн си добил на крај, кузнеш што ти. Ја имав многу среќа, сега дело е дека јам све знам и се правам фрајер, осум што сум постар, али имав среќа баш тоа што многу слушав музика. Значи ја у диск влегов више со пуна глава музика, имав милиарда више плочи. И работи продужив, сите пари живот што ги имав, ги давав на плочи и CD, значи ќе дојдеш кај мене, тоа се илјадници. Дома порано имав проблем со мајка ми, имам сега за среќа многу партнерка полна со разбирање и колку и да ја нервираат милиардите плочи кои ги имам дома и плюс сега издавам, имам и магазин дома со плочи што ги издавам. Не ме кара покушаваме да се средиме. Сакам да кажам, таа напунетост у глава и тоа слушање, толку многу учиш, да мислам дека после ти помага да знаеш кога треба да престанеш, да можеш да го препознаеш моментот кога е готово, кога е доста. Нормално не дека ја го препознавам, некад ќе искочи нешто, ќе се избрукам, некад ќе направиш нешто више. У секој албум што сум го правил, сега можеме да рефлектираме и да речеме овие 3 песни требаше или да не ги ставиме, или требаше да ги доработиме. Срам ми од оваа песна дури хит била, ама малце ми е срам, нема да ја ставам на Greatest Hits. Сега правиме оваа година дупла плоча Greatest Hits PMG Collective и имаме една песна која беше хит своевремено, ама ја нема да ја кажам која е, али нема да иде пошто е толку криминално лошо направена. Не знам како била хит. Сега мислам дека мора да ја кажеш. Од вториот албум Disco Band се вика, не е битно, еден смешен спот. Не ја знаете, тој оддавна. Кој си ти, што знаеш се, што може се, имаш сите плоти. Се срамам од тоа што сум го правил, мере како сум можел ова да го пуштам тука во овој аранжман, имаме уште 5, 6, 10 дена работа, ме разбираш? Ако не и да земеме да избришеме пола и одново да работиме, пошто е катастрофа.
Знаеш, таа е најлоша песна на тој втор албум од PNG, а она хит беше. Као некој мал хит. Сам да кажам, не е лесно, али мислам дека многу ми помогна тоа што многу слушав музика и што бев диџоки, многу ми помогна да препознам ај доста. Знаеш, ај доста тука е крај. Не досвиравај. Но така никад не знаеш што ќе биде хитот уствари. И на пример на публиката кој се свига зашо да не на крај на денот, као добра трака е. Немам ја ништо проблем, јас сега зборев занатски, нели? Да, занатски, како звучи јасно, тоа. јасно. Мене ми е срам да ја пуштам тој вториот албум, цел можам да го слушам, само таа ја скокам, ме разбираш? Срам ми е, како да ти кажам. Не, те сваќам, јас све што имам направено некако некои ствари што ги имам аплаудирано кога ги чујам сум кога леле господе, зошто си идиот? Зошто си го направил ова? Кога требало уж овдека тука ова да ставиш, ова да ставиш, ова да смениш, ова да избришеш, кога зошто си Човече, направил? значи, нели ми рековте донесам 3 плочи и ја донесов оваа плоча од PMG, на пример, ова е 7-миот албум на PMG, ова е првиот албум на кој што ја можам да речем дека сум задоволен од као некој PMG-ски звук на бендот и онда дури ја тука пристојно пеам. Значи ја цело време, ова е албум од која 2017-18 која година? Сам 17. 17. Значи имам 6 албума со PMG пред овој албум и јас сакам сите да ги препеам. Капираш? Тоа некако од почеток да Значи ги јас сега стигнеш. одма сите би ги препеал, тоа мислам за моите албуми до овој албум. Аха. А зашо баш овој, мислам, што толку разлика меѓу претходните 6 и овој што е било. Па тука прв пат научивме да звучиме пристојно продукциски, прв пат се собравме и свативме дека брат ќе ги довршуваме песните. Аха. Нема да викаме еј супер е да пукне идеме дале. Ја прв пат сватив дека не треба да пеам, него дека треба другчие да пеам, дека пошто знаеш кретен сум, никад не одев да научам да пеам, него учам успут. И пееш и гледаш дека начинот на кој ја пеам не е добар, знаеш. Истиот ефект и боле ќе го направиш ако пееш малце другачие. Сега да не објаснувам у детали, никој не му е интересно, али на овој албум прв пат личи на нешто моето пеење по мене. Знаеш, сега збориме онака најона искрено отворено, ја би ги препел сите албуми до овој. Ако мене така да не се ни секирам толку, сваѓаш као не ми е проблем да сгрешам. Битно е да научиш и да напреднеш и да направиш нешто што ќе бидеш задоволен. Ова е прв албум кој можам да си го пуштам дома и да не ме нервира ништо. Знаеш, пошто јас се споредувам со најбоljите бендови што ми се свиѓа. Да. И претходно слушам нешто, албумот пред овој е XU. XU е најуспешниот албум на PMG, после првиот, пошто има хитови као Ти си мојот свет, 80-ти, ретко те гледам со девојки, култура, електрони. За оние што ги знаат PMG, па ние помалку што ги знаат, ова се хитови, кај да искочиме, луѓето вриштат. Бар два од овие се и македонски хитови. И тој не е толку успешен албум, например, тој е ужасно isproduciran, ужасно отпеан албум, како ти кажам. Ова е после него тргнавме да правиме поп албум, на пола избришавме пола песни и почнавме да правиме нови, почнав да ги препишувам, почнав да ги, значи све што не е доволно добро, го, знаеш, прв пат се видовме ја и мојот студио партнер Синиша Евтимов, кој by the way е еден од најуспешните, ако не и најуспешен театарски режисер у задње време на комедии, бокс офис број 1 театарски режисер, значи Вардарски пастови, не знам, Стюардеси, ако сте ги гледали, Да, ги. он е тоа све. Клетвата на Скотје, најнова представа му е Чао, пријатно, тоа е он. Он ми е студиски партнер, најбли пријател и она се погледнавме у очи и рековме, аха, па нема, сега ќе ја довршиме, ќе го догураме, ќе ја доиспродуцираме, ќе ги скратиме средните. Знаеш, пуно работи кои не сме ги правили, од што сме биле алькави и сме биле уверени, добра ни е песма, бе, баш ми е гајле. Идејата ни е гениална, знаеш. Ама, знаеш, ама вака ако пеаме, да, бе, знаеш, се погледавме у очи и рековме дека е време да пораснеме, знаеш. Тоа е 7-миот албум. За интрото на 90-ти. Као семпл што си го употребил, што се спомня како Welcome 97 нешто година. This is the class of 97. Стари добри времиња ја знам. Многу добар choice. Мора да признам, многу ме потсети на хаус музика од 90-тите што користат за интро за кога ќе се започне журка. Од кај е семплот? 90 има две верзии, таа е 103, да. 103 верзија, 103 верзијата збориш? Не, за првата, баш И на првата и на втората, само првата е малце сецната, а у верзијата 103 е ставен целиот муабет. Тоа е муабет кој го кажува Тимоти Лири. Аха. Не знам дали знаеме кој е Тимоти Лири, најголемите умови на 20 век, он е професор по психологија амерички од 50 од 60 кој е еден од најпознатите луѓе кој пионер на ајде речеме експеримент со ЛСД и слични други дроги у 60 Америка, и еден од најболите, најчистите, најпрогресивните умови од тоа време, ако бев клинац, доста го читав него и искрено еден од моите
да речеме духовни татковци, ако смеам да кажам, да бидам малце патетичен, или гуруа своевремено, знаеш, читаш некои луѓе и се угледуваш, ти се свигаш о збора, знаеш, и доста го читав, доста гледав за него и околу него и све. И он тука збори за Generation X, actually. А ја тука спагам у Generation X и кажува дека тоа е прва генерација која не се они некои изверзирани у технологија, ама се согласија да ја употребуваат новата технологија, вика ја верувам дека они ќе употребуваат, се ежам го разборам, ужасно ми значи, пошто јас сум еден од тие, ја не сум технологија дечко. Јас се натерав на сила да користам технологија и ден денес кога ме гледаат од страна ја како ја користам технологија, дека ти си луд, треба филм да снимаат за тебе, ова е идиотизам. Ти што го правиш? Ја викам зашто бе? Јас сум автор на хит синглот 80-ти, вака глупо го направив, ама има резултати. Шала на страна, тоа вика Тимоти Лири. Вика дека тоа е генерација која вика не е пуна омраза, он не верует у Господ, вика, не се расисти, се почитуваат, они сакаат прогрес у светот и они ќе ја користат технологијата за добро, за да го зближат светот, да бидат, знаеш, окей, да биде све, знаеш, ќе ја користат сите тие нови работи, ќе се користат за добро и унапред. Знаеш, е некаков прекрасен идеалист кој она искрено верува тоа, значи у 60-ти, у 70-ти, кога цела оваа технологија се уште не постои вистински, него се уште е проектирана. Он доста го читал еден мислител предходно, Маршал Маклуан се вика, кој исто ради Тимоти Лири, ја доста го читав и он го има предвидено у муабетот, он тоа го кажува, дека го има предвидено интернет уште у 50-ти години и кажува Маршал Маклуан, еден од битните мислители 20 век, и го предвидува интернет дека светот ќе стане глобално село. Тој е првиот човек кој го користи зборот глобално село, знаеш. И она што денеска светот е за жал глобално село. Се зезам, али они сето тоа у многу позитивна смисла на зборот, тие луѓе верувале дека она све ќе биде кул. И беше све кул со интернет допред дури не влезе у секој дом, нели, од кога секој ропак доби свој интерфейс и сега ја проектира својата омраза, ама и тоа ќе се надмине, знаеш. Не е ова за секогаш. А она и омразата секогаш се надминува, знаеш. Омразата никад нема да победи. Ако победи омразата, значи сме се уништиле. А ние луѓето сме зајавани ликови, но нема да се само уништиме, добри сме. Така да тоа е муабетот и многу ми е драго што си го приметил, пошто мене ми е тоа, како ти кажам, Тимоти Лири кој умре дента, беше 94-та, и ја имавме журка некоја умната, старото диско, старото МНТ имаше журка, правихме журки техно. Ја прекинав журката ломанаков, да скажам нешто, да зборам дека он умрел, дека ми е битно. Всушност се кажав задњата порука на Тимоти Лири, вика, видите, дечки, ја умрев од рак на простата. Вика, што се добива рак на простата? Се добива, вика, кога више не го користи шалатот, вика, не ебеш више, и полека, рак, вика. Така да задње нешто што ќе ви предложам, вика, дечки, да ме калата турука и ебите колку што можете да не умрете као од рак на простата. Мислам, прекрасен, позитивен човек, знаеш, онаков прогонуван своевремено Америка за тие идеи. Он е. Многу јако, тоа ми се свига. Баш, како да кажам, многу сакам кога чујам некоја песна да копам од кај семпл, пошто кога некој ќе искористи многу специфичен редок семпл, не знам, кога невидено искуство е за мене кога ќе го чујам, пошто си викам, знам некој од пример, некој factory setting што ги имат луѓе употребено од некои инструменти за направат песни и него ни сменија да го искористиле исто, тоа што е интересно, ама кога чуеш нешто така изолирано, специфично, лично на некој што му значил на артистот, е многу, не знам. Оста го правевме ние тоа порано. Малце престанавме, пошто на време ја втече дека overdoing правиме. Доста стававме од разни филмови, од разни луѓе семплови. У песните имавме на тој нашиот четврт албум Векот така добро започна, 2010 или 11. Таму имавме од Мис Стон од филмот доста ствари стајано и толку добро се уклапа тие муабети од тој филм. Мис Стон е еден од, нели знаете, најславните македонски филмови уште од таму ко 60-70. И таа ситуација у Македонија у тој момент 2011-12 толку многу одговараше као ситуацијата од 903-та. И буквално шо и да ставевме од филмот се лепеше у песма, знаеш. И едно време стававме, едно време си рековме, брат, пререлевантни сме, викам, мора хитно да престанеме, пошто ќе почнам сам себе да си повратам уста, колку многу ставаме битни ствари, знаеш. Али те сваќам скроз, мене тоа многу ми значеше на времето и ги стававме пуно тие работи. Баш се да прашам, пошто ти повеќе се као ентузијасти на плочи, за собирање плочи и такви ствари. Дали си пјуретен на моите плочи или плочи општо треба на специфични игли, на специфична машинерија да се пуштаат?
мора да се пази да не се оштетат И дали општо плочи е кон најврвот на... Брат, само плочи признавам, ништо не. Не поче сега се враќа птен тој момент на Да, се само враќа, се плоча е враќа. кон највисокото квалитет Не, на види. аудио икот. Мислам, немам, нормално немам преференции. Супер е плочи, уште купувам, мислам, зборевме преска малце за зависности и да речеме луѓе кои купуваат плочи, тука спаѓам и ја, и начинот на кој што се однесуваат према тоа купување плочи. И е еден тип многу заебана, тешка зависност, знаеш. Некој ден си викам боле да си зависен на некоја тешка дрога него на хајфај него да на си. хајфај плочи, поготово у задње време. Значи сега плочите се тродупло поскупи но било која што биле. Значи иди боле купувај, не знам, кокаин, хероин, поевтино е. Не, разбираш. некои плочи на пример од стар албум искочен пред 20 години кошта 2000 денари као нови. До 2000 денари е супер, ефтино за плочи ефтино е. денес. Мене ме шокира. И мене ме шокира, али страшно е. Види, мојата прича почна со плочи, јас значи околу 81 година која втора купувам плочи. Прва. И тогаш плочи беа плочи, касети, најдоминантни беа плочи, и онда беа плочи. И тогаш беше тоа нормална работа, после касети, пошто немав ја толку пари да купувам, колку што сакав да купувам плочи. Па дојдоа касети, па дојдоа CD-а, па никогаш не престанав со плочите, заради тоа што, всушност, кога почнав да бидам диџоки на почеток на 90-ти, всушност, електронската техномузика ги спасија плочите, делуваше како ги снема, али баш тие 12-инчи макси синглови, кои се користеа како специјално денс верзии и такви ствари, ги направија плочите да се одржат. И имам милијадници, знаеш, сите пари му живот ги имам потрошен на плочи и CD-а. И продолжив понатаму и ден денес ги купувам плочите. Денес на некој друг начин се актуелни плочите. Мислам дека највише заради тоа што не е тоа толку многу количините кои се продаваат денес се многу помали од количините кои се продавале било кога, али мислам дека денеска плочите осим овие старава генерација како мене кои се фрикови и кои секогаш ќе се борат за плочите и тој звук, знаеш. Звукот мислам дека има една плејада на нови генерации, нови клинци кои им е интересно едноставно. Тоа со плочите и сакаат да ги купуваат и се поврзуваат на некој начин со тоа некое време, а и да не се лажеме, звукот на плочите кога ќе ставиш плоча дома на добар звук, тоа звучи фантастично. Без намера да зборам било што негативно за било кој звук, значи имам CD-а што е дигитално на друг начин, у компјутери користам и пуштам музика од дигитал кон од компјутер со разни справици, значи правам дигитално, немам некоја да, јас сега викам ова е боле или она е боле. Кој како сака, знаеш, на кој што најдобро му одговара, јас користам све што има. Има се една фама, мислам дека ти зборев и на тебе за шортеж на плочи. Дека се кренале акциите толку на плочи. Се крена акциите и цените, ама и фабриките што ги прават плочите немаат доволно материјали и време да ги направат сите плочи за сите бендови. И сега имаат некој преференцијал тритмент кај што некои попознати бендови, нивните плочи се на прво место за да се продуцират и да се пуштат, а за тие другите бендови ќе си чекате 6 месеци, 10 месеци ќе ти испечатиме тогаш. Ете, значи вие сте паметни млади деца, увек знаете тачно кај да чепнете. Има една стара песма од Липи Солтан уште од почеток на 80-ти, не знам тачно кога е. Ја највише сакам има една верзија на акустична траума на Липи Сол лайв албум 82-ра. По мене од тој момент можда најбољи бенд у свет, жив албум. Сама на страна е песната 16 минути вика отворена жива рана. Значи текстот е на брат му Владко Горан Стефановски, Владко Стефановски, отворена жива рана. Муабетов сега што го кажавте е моја отворена жива рана у моментот. Значи у моментот фабриката со која што работев кај што нели ја штампам мали количини по 100 плочи и ги издавам на македонски автори, нормално мои кои плочи. Пропадна и има стварно мањак на винил, има стварно многу проблеми со набавување на материјали, има многу проблеми со како се вика транспорт, значи буквално све е дигнато, само што молјакав низ Европа по различни рекорд плантови, пошто имам нови 2 плочи оваа година. Цела пластика по океаните отиде, нема вика за винил. Пропадна и таа некоја фабрика изгоре нешто, тоа се дешаваше исто. Страшно е. И едва и се договорив со некои австријанци, пошто имам Best of PMG колектив и имам плоча крај Вардар Джез се вика компилација на македонски нови джез бендови. Значи тие 2 плочи треба да ги издам оваа година и работам на тоа и едва се договорив се најдов и цените се скоро дупло поголеми од лани. Значи ужасна е ситуацијата и многу е тешко. Така да, тоа што го кажавте вистина. Не, има и момент кај што не само
попознатите бендови взимаат прво место за производство на тие плочи, имаш некои токмаци бендови што викаат: јас сакам мојата плоча у средината да има посебна сина течност, да биде од таков и таков материјал, прозирна, сина да биде, и ако мора да ми правите така. И одеднаш застој се дешава. Значи, в плочите се фетишизам, дефинитивно. Ја, например, ако пуштам музика, имав една вечер, не знам, траеше до пред неколку години, од време на време пуштав музика негде со плочи, ќе мораш да си донесеш сам грамофони, пошто вакви професионални грамофони, ја што ги користам ретко каде имам. И ми се викаше вечерта винил фетиш. Пошто се работи за фетишизам, ова ти што го кажеш само продлабочување на истата таа прича. Фрикови се луѓето, знаеш. Има луѓе што ги знам, вака имаат некој албум од Лепи Сол и вика: ги имам, едното штампање е со посветла, другото е малце потемна нијанса, третата е со овде малце и ги имам сите. Ја вака гледам, аха, значи викам има и полуди од мене. Знаеш, добро е. Пошто све е ова фетиш, знаеш. Скупо е, тешко е да се бавиш, треба да си фрик, треба страна ти значи. Али па од друга страна, денес да се бавиш со производство на плочи, како што речеме ја и некои други луѓе у Македонија се бават, тоа значи дека тебе малку поише ти значи твојата работа од на другите. Ти сакаш да дадеш малку повеќе субстанца, малку повеќе љубов на твојата публика, малку повеќе љубов кон себе и кон својата музика. И убаво е кога можеш да дојдеш да пуштиш плоча или некој да му значи, да купи. Знаеш, целата таа работа има смисла кога вистински сакаш музика. Знаеш, ако го работиш тоа за пари, околу пари, многу тешко, не знам, треба да се бавиш со бизнес. И ја, за жал, никогаш не научив да се бавам со бизнес. Мислам дека се враќа у глобала ради семплови, ради продуцерство, пошто например на интернет има нели многу ствари, али е лимитирано тоа, не секоја плоча и не секој CD е префрлена у дигитална верзија и нема све на дигитални формати. Мислам дека се врати у тоа, у стил на сега идам у рекорд шоп, ќе барам некои стари плочи што никој не ги чул, што нигде не се и семпл од тоа да извадиш. Ама во исто време е добро пошто го враќа некој стар звук. Некој артист што тогаш не бил познат, издал некоја плоча, ама сега ради семплови и све тоа ќе се врати, ќе стане култ класик. Тоа се викаат gold diggers и всушност секој човек што сака плочи, што купува плочи е спремен да влезе у некоја визба, да речеме. Као, јас се гледам себе 95-та година кога почнав, доволно бев голем сам идев у Енглеска да купувам плочи, да идам на фестивали, концерти, после дури бев букиран. Често, али у 90-ти идев само да купувам и ќе влезеш у некоја визба second hand у Notting Hill, имаше доста продавници, има милион плочи, ти си дошол са бајле у 9 и гледаш дека е 8 вечер и ти вика дека треба да си одиш, дека не си јадел ништо. Цел ден гладен си, одма ти се повраќа, ти се паѓа у несвест. Убираш готово, сваќаш дека немаш живот, али цел ден си вака и ќе ископаш нешто, знаеш, ќе ископаш нешто тебе што ти значи или ќе ископаш нешто. Баш сега читав у Guardian некој супер текст за некој лик југословен, значи роден у Хрватска поред море, значи у Далмација, па као клинец у 30 години од прошлиот век се преселил у Белград и он многу сакал музика, сакал да свири, ама више има околу 20 години кога дошла војната и го собрале германците и цела војна прошла slave labor, било некој германски камп кај што работел, нели, германските концентрациони логори кај што нели многу мини ги изгубиле своите животи, овој не го изгубил животот, дали работел многу. Она и цела успут таму свирал ова, она и кога го ослободиле, не знам, енглези, американци, го ослободиле 45-та и тука свирал од кантини нивни ова, она и некако испаднало човекот отишол во Енглеска, потишол во Америка и таков многу кеф имал по музика, свашта работел, ама као за себе си свирал и има снимено пар плочи у 70-ти, 80-ти, никој не ги знае. Пар плочи со музика, онакви стари југословенски песни, малку као народни, ама многу откачена некоја продукција у воздух, нешто психоделично, а се гледа дека типот не е нешто психоделија, old school, старомоден фраер, читав за него, го гледам све и умрел човекот у 2000-та година и сега пред не знам колку години, 10 години, некој лик таков дигер копал и улетал, го ја нашол плочата, се одушевил, американец, врска нема. И го вратил, одеднаш ликот станува познат, на син му се јавуваат, син му плаче, вика не ми се река, вие као татко ми не свиреше, не им се не му беше битно, знаеш, не ми се река некој ова го вреднува и он се онаков лик, тој ликот, сваќаш, само заради тоа што некој го ископал. И ја го слушам, вака слушам стари такви песми, ми се плаче, али у некоја верзија онде у воздух свири, си викам, а он прича како за татко му, како он имал у Шпајз имал студио, па овердабови правил со ленти, снимал микрофони, знаеш, она
посветен, страстен човек за музика, знаеш. И затоа е добро некој да го ископа, некој таков човек и да му се даде признание, па макар и од кој ќе умре, знаеш. Така да го вреднувам тоа, сум го правил ја. Не го правам веќе толку многу, да бидам искрен, не можам да си дозволам да купам толку плочи као порано. Знаеш, имам одговорности, имам деца, не сум богат и ако почна да купам толку многу плочи, ќе ме истераат од дома, веројатно. Дали си задоволен со селекцијата на плочи кај нас у Македонија? Пошто кога ја имам приметено дека немаме толку опции. За да, како што викаш, gold digging, да најдеш нешто, да откриеш. Не било никогаш лесно у Македонија да се купува плочи, ама гледам дека у задниве години некако успеа неколку луѓе да ги дигнат своите продавници, например она што се дешава кај Тошо во аптека во МКЦ. Таа ради. Да, у МКЦ супер. Свашта може да се најде. Свашта може да се најде. Па има сега доста у Зец Electronics, е она опасна продавница, имаат некои нови скупи изданија на фантастични плочи. Мене ми е страв да влезам у таа продавница, искрено, пошто мислам сваќаш као Готово треба се јавиш. Све што имам ќе дам, разбираш, ми е страв да влезам. Има и некои други продавници, гледам, има доста групи на интернет, се менја, така да свашта доаѓа у игра, така да мислам дека сега доста солидно, ако си посветен, ако знаеш што ти треба, можеш да најдеш. Едно време беше фрка, например, кога 90-ти, кога сакав да купам техноплочи, беше многу тешко, па наручев, па идев, ќе ги заштедиме сите пари, па јадем у Енглеска 20 дена, па ќе купам 200 плочи. И за мене и за сите другари, па се враќам на аеродром и викам, не може, овие мора да ги ставиш доле, и викам, не, ќе плачам, ќе умрам, ова е мојот живот, нема да ги ставам доле со мене, кидат хенд лагидже, не ги пуштам, ќе умрам, и добро ме пушта. Значи имаше разни начини на кои што набавуваш у стара Југославија, имаше некој Југотон, ПГП, ретелј продавници од кои можеше одреден број на добри плочи да се купат всушност таму. Така да увек имало. Не сме ни оддалеку најдобрата земја за купување плочи и не е лесно да најдеш свашта. Али па Македонија сме, дечки, let's face it, мислам, ние сме топ 3 или топ 5 најсиромашни земји у Европа. Така, по сите параметри, културно, финансиски, политички, обштествено, свеста, конзервативни сме, гледај колку сме колку 99% се веруваат у Господ. Мислам, не дека имам проблем со тоа. И ја разговарам со него понекад, ама не верувам у него, разбираш. Сега да кажам, назадни сме по сите параметри, немаш да очекуваш сега плоча е фина ствар, тоа е луксуз. Да бидеме реални, тоа е луксуз и у развиениот свет е релативен луксуз. Поготово денес, поготово со овие цени, знаеш. Ја кога растев, за мене плоча беше скупа ствар, кошташе 20 марки, значи 10 евра. После стана 15 евра, 20 евра, сега лабаво е 30 евра плоча, онака лабаво без дискусија. Не е ефтино дури. Па просечна цена да речем. Иначе имаш лабаво и 50 евра плоча, мислам, тоа е страшно. Тоа се многу пари, луѓе. Сега и на друга тема, сега те прашам тебе за New Order. Зошто ти текна New Order да препорачаш? Па не знам, знаеш, тргнавме од тоа да препорачам некој албум и се овој албум ја треба да го препорачам, да речам, ако морам да кажам кој албум е албумот на мојот живот, ова е албумот на мојот живот. Зашто New Order? Заради тоа што се бендот на мојот живот и ми покажаа многу битни работи. Ја бев клинец и таа прича Joy Division истиот бенд со New Order, со тоа што пејачот се самоубил на 23 години и после продолжуваат една од првите бендовски причи и книги и музики, ми се New Order, Blue Monday 83-та, она ја пуштав на сите детски школски роден ден, ја овек пуштав музика, нали, со касети и тие работи. Blue Monday беше она и до ден денес ја пуштав. Она приказна, имаш бенд, страствен си, сакаш да правиш музика, тргате, почиње добро да види, оригинални сте, дури култен бенд, Joy Division, нели? Да. Првите два албума и толку се укупно култен бенд и сега се самоубива пејачот, околу кој после и многу луѓе прават, нели, разни мистификации, ова, она, дури многу луѓе, не, само Joy Division, ништо New Order. И New Order се уствари... Јас сум еден. Еј, брука. Не си управо, човек. Не, ја мислам дека не си управо. Бендот е на Барни и на Хуки, они го прават. Да, знам. И го кастираат буквално овој, ама добро, овој ликов е гениален. Мо негови текстови као клинец ми беа над зид, Иан Кертис ми беше као вау. На Иан му било пишано дека не може да Не настапи. му било пишано, бил клинец и они биле клинци и не знаеле да му помогнат. Не за помагањето, он бил, како се викаше, епилептичар.
Он не можел да настапува на крај на денот. Па добро. Можел, ама не му било тешко да се пушти, да речеме сега идеш на америчка турнеја, станувате големи, а ти имаш проблем, не можеш да се откачиш, не можеш да живееш, плюс уште еден голем проблем. Се оженил многу мал, он има 23 години, бебе и жена која више не ја сака, него има женска, некоја шик белгијанка која она французинка или што работи за не знам Бегарс банкет или за што беше у Белгија и е птена, она и толку бил растргнат меѓу другото и за тоа, знаеш, дека он треба да иде со неа на турнеја, дека ќе го остави детето. И клинец 23 години, не заборавајте дека е мал. 23 години е многу мал. Дечко за да се справува со светска популарност, со таков проблем, знаеш, едноставно и плюс епилепсија. Да. И сето тоа, знаеш како, и ја ги имам читано сите книги околу Joy Division и сите денес книги што ги избацуваат и New Order. И све и сите тоа викаат, мали бевме, викаат, знаевме дека му е фрка, ама не можевме да сватиме дека му е толку проблем, вика, и не знам, вика, и да сватевме, нема да знаевме дали можеме стварно да му помогнеме, знаеш. Мали бевме, деца се, 23 години и одеднаш имаш кариера, знаеш. Тоа е она, не е лесно. Сакам да кажам, една од главните причи, една од првите книги, Joy Division и New Order. Ој, се самоубиве, вика, се среди, што да правиме сега? Клинци колку вас, 23 години, што да правиме? И шупа, вика, ние сакаме бе да свириме, вика. Тоа правевме, вика, ајде продолжиме, знаеш. И продолжуваат, и не е лесно, знаеш, цела таа прича, овој се труди да пее, не му иде. И денес барем не знае да пее. Прво се труди као Иен да пее. Не е битно, али, знаеш, љубовта била да свират музика, да продолжат дале. И тоа ми е една од првите прави лекции што сум ги упознал, што сум ги добил за музика, знаеш. Бави се со тоа ако ти е битно. Не е битно дали сега си бил гениален, сега може утре више нема да бидеш. Знаеш, не те сакаат више или ти умрел пејачот кој бил стварно многу маркантна личност и многу битна личност. Не може никој да каже дека тоа не е ужасно маркантна, онаква харизматична фигура која има многу пред своето време, он е многу напреден млад човек од главата, текстовите кои ги читаш. Тоа јас си викам, брат, ја на 40 години волку паметен, сам претерувам. Да. Може не, ама за дете од 20 години тоа се многу зрели текстови, знаеш. I've seen the nights filled with bloodsport and pain, and the bodies of tame. И у него го нема и они се преиспитуваат и сваќаат дека нив им е битно да свират. Битна им е музиката и тоа беше лекцијата, знаеш. Ако ти е битно, прави го тоа, не е битно дали е тешко, дали е лесно, дали е овака, дали е онака, прави го тоа битно, за тоа. Едно и второ, они се првите луѓе кои као што треба измеша денс и значи електроника и рок н рол. Тоа е, како да кажам, ако ја морам да се најдам негде кај сум ја, пошто сум старомоден дечко, знаеш. Јас сум денс, битови, дали електронски или не, и одозгора песма, да има малце гитара, да има рефрен. И овој албум Техник е тачно на пола. Значи имаш електронски битови, правени 87 година, тачно експлозија на acid house култура. Они го држат, New Order го држат Hacienda клубот, значи најлегендарниот клуб у Манчестер, ушел од 82 трга. Сите пари ги даваат за Hacienda, они ги предизвикуваат најбољите културни и музички револуции у нивниот град у Манчестер. У Hacienda се дешава acid house, све се дешава у Hacienda и они едноставно се под влијание на тоа и мешаат цело време денс и рок, што се вика најбазично. И тоа е времето кое што ја имам растено и тоа е звукот на кој ја го базирам, рецимо, овој мој бенд PMG, за тоа го донесов овој албум, пошто тој звук е најбоље развиен овде, најбоље се слуша. Паш имаше некои траки што ја и ти ги зборавме од Техник. Кај што на еден момент звучат New Order, на некој момент звучат ова е Joy Division. Да, мислам Ова е чист Joy Division. втората или третата трака која ја пуштив од албумот, одма ме вовлече бас линијата на Питер Хук, кај што го има истиот тон на... Истиот бенд е, Да. истиот бенд е. Да. Значи бендот е на Хуки и на Барни, они го прават, Иан Къртис се јавува на оглас и овие гледаат, ти си правиот фраери, станува тептен другари, тоа е тоа и бумњарот не може да го Стивен Морис не можеме да го избегнеме, пошто он е најбољиот бумњар. Ја ако би у идеален свет би сакал он да биде бумњар на мојот бенд, пошто он е посветен, он е фантастичен фраер и они се супер дечки, они се многу прогресивни фаци. И се гледа дека без разлика дали он би умрел или не би умрел, Иан се гледа дека они би продолжили и би звучеле вака. Пошто ако го слушаш поготово вториот албум, ќе видиш дека тоа е денс албум, пушти го вториот албум. Тоа е денс музика, Heart and Soul, пушти ја Heart and Soul. Heart and Soul е New Order. Не е битно кој пее, знаеш. Со тоа што ово има хеви текстови, Да. а Барни го гледаш намерно има
површни текстови. Навично се држи углавном, има и супер ствари, ама намерно се држи на површно, пошто не ќе да го брка, зашто би го бркал, ово е генije. Како ќе го стигнеш со текстот, знаеш. Тоа и едноставно, значи таа љубов кон да се продолжи, да не се потклекне пред негативните делови од реалноста и комбинацијата на таа музика е едно од најголемите влијанија мои лични и мислам дека и доста од звукот на мојот бенд сум го проектирал. Мада, ако сега и слушате некои други албуми од PMG као петиот или као задните два, овој црвениот или претходниот, од New Order немаат такви албуми, пошто имам доста и други влијанија и не може да се каже дека стриктно по нив сум она, али они ми се најверојатно најбитниот бенд во мојот живот и за мене New Order и Joy Division е еден бенд. За мене нема разлика тука. Мене поише не ми беше за бењето, но општо на жанрот на музика, пошто кога слушнав Post-punk се Joy Division. кога слушнав Blue Monday бев кога сакам уште Joy Division. Знам дека се истите дечки без пејачот, ама слушам Blue Monday не е тој албум, Не е сега, Shield of Control не или е нешто Unknown така, Pleasures, кога не е. Сакам уште Joy Division и слушам кон нешто електроника, кога окей, не ни влегов толку нив да ги буквално преслушам. немало тогаш доволно сајзери што тие сајзери што може да го издават тој звук. Они на Blue Monday буквално лично Барни и бумњар од Стивен Морис го граделе, го правеле, лично го склапале сајзерот за да го произведе репетитивниот звук што ни требал. Така да тоа се многу добри фраери, супер дечки се. Знаеш, мислам, како да ти кажам, не можеме, луѓето имаат тенденција погодно у старо Скопје, старата андерграунд екипа, деркерите има таква тенденција да мистифицира, знаеш, брат, Јан Кертис, тоа беше тоа, ова после. Знаеш, денс е више она, бе брат, денс бенд е Joy Division. Прво види го шо при Јан Кертис, те го гледале како Тоа се игра. тресе целко. Значи он ги вежбал пред огледало, ги копирал Лу Рид, Дейвид Боуи, и вежбал, играл и онда има свој денс. Значи Joy Division е денс бенд. Зашто е проблем што New Order е денс бенд? Нема проблем, истиот бенд е. Искрено многу ми е жал што го нема тоа дете, пошто ја мислам дека исто би се развиле и би ја направиле Blue Monday. Можно. Све би било исто. Можно. Значи како беше Не оно со можам да Пакот? замислам Иан Кертис да пее на Blue Monday. Па не знам. Што мрчиш ти за New Order? мрчам, само не мрчиш, добро, што имаш различно мислење од нас. Секој има право на свое мислење. Да, седни слушни елегија од New Order. како Елегија. Од вториот албум Power Corruption Glass. Таа песна, мислам дека како инстантно потврдува дека дечките можат сами без Иан Кертис да терат. Не, па тој викам и трака и многу траки од овој албум. Ма не, инспирација, звучи на Joy Division. Се уште го има тој Се шмек. уште го има. Трансформација истиот бенд е бало. Да, бе, да, Луѓето да, забораваат. Прво не е бендот на Иан. Бендот Не е е на на Иан, Хуки да, да, Бани. не го Второ останало. истиот бенд и они се развиваат. И нормално се развиваат, сваќаш. Како да ти кажам? Да. Нормално е првите бендови, првите пар албуми, поготоа првиот албум New Order, они не може да се ослободат, гледаш дека се под сенка на Јан, дека они покушаваат, не знаат што да прават, се мучат, знаеш. И тоа пола ствари звучат како Joy Division и после зазвучуваат некој, али првиот албум Movement, ако сте го слушале, као на моменти успешен Joy Division. Се гледа дека и нив им е тешко раскинати се онака другари биле, се сакале, знаеш, само што успеале. Да. Да, баш. Али ми се свига прочитав дека имале договор да ме било кој од членовите да си откаже од бендов, кога нема да се викаме више Joy Division. Да. И кога тоа Добро ми да ту нова прича. Да. А тривијата за Joy Division името, може да го споделам тука? Ајде, сподели. Може ќе треба да се катне, ама ајде. Контраверзно е, брат. Многу е Па контроверзно. види, и тогаш било контраверзно. Да, Замисли да. колку било у 78 кога е 77-8 која е Така направен нешто бендот, беше, да, тогаш 78. било уште се живело под сенката на Втора светска војна. А господинот Хитлер бил многу лоша негативна личност тогаш, за разлика од денес кога пола таксисти ќе ти речат, абе види, не бил толку лош. Што значи се тривиализира, се банализира денеска, ама за тоа и се повампирува фашизмот. тоа. Знаеш. И не треба да не збориме, треба да збориме за овие работи. И треба јавно да ги кажеме. И ја мислам дека Joy Division намерно го прави тоа, ем се провокација, ем да се збори отворено за тоа, пошто ако не се збори, ако се трпа под тепих, онда ќе ти се врати повампирен фашизмот. Она што денес го имаме. Многу повеќе луѓе знаеле за што е терминот Joy Division на времето. За сите луѓе што не слушаат, Joy Division во Втора светска војна во камповите имало одредена као одел на жени еврејки што ги користеле како Мужи. проститутки И мужи. и мужи уствари, да. Поубавите. И тоа германците го именувале The Joy Division. Као за да може и си ги користат као сакаат. А New Order иначе што значи? За New Order беше уствари исто од Втора светска као Новиот поредок на господин Хитлер и неговата свита. Сакам да кажам, у тоа време очигледно кога си бил млад и бунтовен, употреба на такви некои типови на
на Шокантно фразеологија, да биде, да. делува шокантно од една страна, од друга страна и да се збори, знаеш, пошто со самото тоа што не се збори за тоа, веќе го кажав, турење по тепих е најпогрешно што може да биде. Знаеш, мора сите луѓе да знаат зашто тоа не е добро. Има и друго име. Мислам дека има првично едно друго Варшав. име. Првото име е Варшав. Да, и мора да го смена пошто имал некој друг бенд што се вика Варшав и кога се заканен да ќе ги тужат или нешто. Тоа не беше името на првото EP? Да, првото EP Да, со со Варшав. Хитлер Јуз, детето на тапан Со што. тапан. Јесте, да. И тоа е контроверзија, исто. Као зашто си искористил Много хит. интересно од денешен аспект, ја не ги доживам нив као контроверзни некои бенди или личност. Целата музика е толку хумана, толку е човечна, толку е непосредна и мене толку ми влијава, знаеш, и од секој аспект, да она тотално онака ми е далечно потребата да бидат толку контроверзни името. стварно. Ама знаеш, немаш ти да речеш 77 е. Ја не можам да зборам 77, мада имам, не знам, ќе ви откриам, еве, сега ексклузивно дека следниот сингл на PNG Нов е 70, ти 70. Еднаш девојка ми ме натера на сила да направам песна 70, пошто нели имаме 90 80. Викам, маче, шо да пишем? Као, едино што се сеќавам, еднаш се враќам од градинка, дедо ми ме носи дома и мајка ми само што го родила брат ми, 77 ми вика, еј, телевизор боја имаме, ја, и кога купивме 101, мислам, тоа се сеќавам на 70. Шалам страна, полека ја напишав и добра е. Сакам да кажам од кај знаеме ние што си мислеле луѓето во 70 години. Очигледно они имале некој свој разлог зашто тоа така го направиле. Кој има песна 2000-ти? 2000-ти. Стварно не знам што да правам со тоа. Неди Фуртадо, 50 Cent. Има моменти кога размислувам и на таа тема, се викам што направив ова со декадиве, али не знам дали приметувате дечки, не знам дали вие така се осеќате, ама мислам дека и вие сте у тој вортекс некој турбулентен на целата поп култура се базира на тие декади. Ние растевме, Да. 50 се, 60 се, 40 70 се и све беше као нешто битно. Нема веза они сите се претопени едно од друго, ама као да е битно ова, што е ова, она. И виде веројатно таму е целата зараза зашто ние тие работи ги правиме, али да, ова е страшен предизвик. Zeros, ли како се викаат? Zeros, усвари, да, Zeros е многу чудна декада кај што е дефинирачки звук на Па Zeros. нема, тука Green прв Grab. е еклектика, ништо ново, знаеш, пошто после 90 и после тие сите видови на електронска музика и гранџ и тие заебанци, 2000-ти е она еклектика, они зимаат све и ставаат у едно. Ја не гледам нови стилови, ова трап не ми е нов стил мене, тоа е хип-хоп или што и да е нов стил, ништо не е нов стил, све е некој рециклиран стар стил. А и поп културата као таква, мислам онаа што ја живееме ние од после војната, као некој бран на ослободување и бран на младешка култура која е нели популарна поготово од 50-ти наваму. Мислам дека и она на некој начин до негде се исцрпе и ја исцрпе потребата да измислува толку радикални нови стилови за да може да им ги продаа после на луѓето. Мислам дека сето тоа некако се трансформираше од посебна музичка, од посебна книжевна или од посебна филмска сцена се трансформираше едно огромен дигитален мишмеш у кој што сите тие музика, филм, фотографија, пишан збор, whatever, шо и да е само еден дел од една голема, веројатно некоја нова форма која веројатно тек ќе пукне или ќе има некоја нова културно технолошка револуција. Ја бар така си замислувам, не знам, пошто све ова што до сега го доживувавме поединечно е као една апликација од твојот телефон. А телефонот е ова сега што е. Така да не знам, ја така си замислам. Може и се исцрпе целиот тој концепт. Нормално, уметноста, креативноста не се исцрпе, ама концептот со тие алатки, гитари, сајзери, он се исцрпе. Сега некако претпоставам дека новата генерација на ново ниво ќе лупне некоја кај што музиката ќе биде само еден дел од целата слика, од целиот спектар. Појанам, фантазирам. Тоа што ти го спомнав на пауза кога бевме, за новиве генерации сега што следно мислам дека ќе стане за следниве 10 години, као 20 години популарно е тоа хайпер нешто, хайпер поп, хайпер EDM, хайпер шо и да е. Hyper everything. Hyper everything, кај што има на пример хайпер поп е некоја нова жанр искочена последниве 4-5 години класификувана, кај што е пародија на поп музика. Као видеата се хиперсексуализирани, онака до степен кај што веќе модифицираш фаците премногу ботокс, премногу шминка, за да биде непријатно. Хиперактивно за гласот да го направат повисок, пофеменен. Све е станало до даска. Све е до даска до кај комплетно. можеш да стигнеш со да биде listenable на крај, да не биде нешто што е, Само звук, она noise. Да. Видео дуек имала поп културата и музиката потреба да не плагизира, него како сега што да исмева, да руга, да... Па исмевање. Ево, например, еден од моите најмилени бендови, поп бендови, Prefab Sprout, 80-те година савршена поп музика, бар ја како гледам на поп музиката. Ја на поп музиката гледам као некој муд на сите искуства претходни ставени
во една песна која може да им се свиѓа на сите во светот од 7 до 77 од најглуп до најпаметен. Значи тоа е савршена поп песна за мене. Нешто што може на сите им се свиѓа. Да е толку добра, да и најпаметниот рече и браво и најглупиот супер. И префаб справот се баш се смеваа со ова ботокс, ова поцрнување, како се викаше. Тенинг, да. И имате еден спот King of Rock and Roll, се вика песната, не знам, 84-5, и целиот спот е таков, со рабилени фраери, со згодни женски, со текстот е Hot Dog, Jumping Frog, Albuquerque, некои она глупости, знаеш како се ругаат со најтакви. Така само кажам, цело време е тоа веројатно така, али да, ова некоја екстремност у звукот. Непријатно, онака да. тешко ти е да го слушаш на некој начин, ама ти го чеша некој дел од мозокот. Да. Ама тоа вас, знаеш, пошто вас ви треба повеќе дразби. Знаеш, Да. ние сме веројатно од едно, ја више се осеќам, да ви кажам најискрено сум колку и да се трудам да бидам утек. И има еден дел од мене кој се чувствува како некој диносаурус, некој човек од кој чие време полека поминало, со едната нога сум у гроб, со другата уште сум у град за среќа, али само да кажам она старомоден сум, она, знаеш, мене не ми требаат веќе тие дразби. Јас се трудам да бидам утек и сум до негде, али да речеме ја не можам, ја она најдобрите дразби се од старо време или ја тоа што го правам што е ново. За мене па е она старовремски начин на размишљање. Поспор сум и го разбирам таа потреба, знаеш. Нашето време едноставно ние сме поспори. Тоа е нормална работа, знаеш. Вие сте многу брзи и тоа е нормално. Мислам, дечки, не зеза технологијата од јако бев мал до денеска, тоа е ненормално променета. А да речеме од малиот мој пред 8 години кој беше мал до денеска е пута милион побрзо променета. Него сам да кажам, све се убрзува, луда. Не може да замислам како биде музичката сцена за генерацијата на синти, например. Тоа мислам дека ќе биде шок и за нас. И ние ќе фатиме, не знам, ќе имаме 40 години, 40 нешто, ќе имаме како што се дешава. Не знам, ќе видиме она, знаеш, некад имаш превише очекувања, ние кога бевме клинци беше модерно да очекуваш дека и иднината ќе биде вау, ќе има нека тиу музика и као се, ќе биде лудило, ќе летаме во воздух. Све што сега знаеш, сега дојде иднината и не е толку ексајтинг како што си замишljавме. Пак има супер девајси и многу работи кои не ги цениме за жал, али сакам да кажам увек нешто замишљаш и не мора да значи дека биде толку страшно и екстремно како што си мислиш, пошто некои работи се стречуваат, некои работи избрзуваат. Има многу и па делови од општеството кои стануваат заостанати, знаеш. И просекот никад не е толку многу напреден како што ти си спремен да смислиш. Имам две причи сега што ќе ги спомнам, што се малце релевантни за темата на New Order. Okay. Не памтиш сигурно на у парк кој имаш настапувано покрај стадион. Да го вратиме техното парк. Тоа е лани лето. Лани лето ја те замарав кога настапуваше. Не. Крш пијан ти дојдов и онака те тапнам на рамо и викам извини. Дали Aphex Twin имаш нешто да пуштиш кога од Aphex? Ти сега се сеќам. И онака се вика, ти ми праша ќе видам, ми рече ќе видам, знаеш, ќе ти кажам, окей, нема проблем. Сега, окей, дигам раце, тоа е тоа, не ќе да го замарам човекот. Искочи од твоето као сетап, дојде ме тапна на рамо и ми рече, еј човек, извини, Aphex сакам да пуштам, ама неам моментално. Ми се виде културен. Значи најлошо ко пушташ музика, неш ај пушти ова, пушти она. Мада има момент некако ти рече ај пушти ова, и ако е тоа стварно паметно и добро, да го пуштиш, тоа е супер, за тоа и ги слушам. Повеќето се без везе муабети, али ти беше културен и за тоа се вратив, да ти кажам. А Aphex Twin X многу го сакам, погода. Јас сум фанатик на Aphex. Знаеш, тотално првите ги изгазив од пуштање на таа 103, ние бевме мртви по Aphex Twin, културни беше, го утепавме. Тие журки 92, 93, 4, 5 до I Care Because You Do, сосе I Care Because You Do, многу го сакав Aphex Twin, после малце имам го здрви, почна превише да забегува малце. Забегува, да. Што не ми е интересно музички, али првите три албуми се култни, тотално ја го обожавам, искрено многу одавна не сум го пуштал, знаеш, и едноставно и логично да неам, али ми се виде културен, затоа ти одговорив така. Не, ми светна очите, пошто буквално правив мојбет со некој, ме тапна за рамо и ми рече, извини дечко, проверив кога да видам за Aphex дали имам, ама неам. И си отиде и се секо. Па, ако доеш на некој нешто да му кажеш, може он да дое и он да ти каже нешто, така. Логично е. И тоа е сегој за втората тема уствари. Првата песна на New Order албум Техник, почетниот семпл е истиот семпл на Selected Ambient Works 85-92 на Aphex. Extal или Crystal што се вика албумот. Не знам, не сум го. Тој уствари од Extal, од Ти си Crystal. генија, тоа. Препоставам дека Aphex го има джапнато тој на времето кој искочил и он го инкорпорирал како семпл и мислам дека ети кога ги слушавме албумите, кога онака го пуштам и се викам чекам од ова Чекай, ова е Aphex. Ова е Aphex.
Могуче сите семплуваат сите, зашто да не мислам. Не, тоа е прекрасно нешто. Ама тоа е идејата, дечки, мислам, не е само до семплувањето, тоа пред да постојат семплери, луѓето семплувале со мозок, знаеш, слушаш, ти си мал или нешто, слушаш некој, ти се свига и ти го трансформираш, го ставаш у свој контекст. Мислам, нели она вечна дискусија, поготоа на она, не знам сега дали децата го имаат тоа у дискусија за оригиналност. У моје време многу беше битно и дали е оригинално или не, знаеш, овој крадел, овој. Не, тоа оригиналност, мислам, не постои као никој ништо не измислил, знаеш. Секој нешто чул од негде, па го преработил, го ставил у свој контекст. И ако го ставиш у свој контекст и ако е добро, онда веќе е твое. Да. Така да, тоа е семплување всушност. Ова сега само што има тул, actually да го семплаш звукот и да го преработиш, тоа е само наставак на целата таа традиција на превземање, всушност обработување на твоите влијанија од било каде и од било кого. Мене ми е тоа сосема нормално и тоа семпловите, знаеш, луѓето многу ограничено ги сваќаат тие работи, али ова креативно семплување, не знам дали сте го гледале, ги сакате Beastie Boys. Да. Дали сте го гледали, има еден филм направен за Beastie Boys, као некој документарен. Гледайте го. Сега умре еден од нив пред неколку години. Да, пред 2-3. Да, и Адам Јауч, MCA. Дури ја направив една песна со Сет Стат, направив некој албум, пеев врз нивната музика и MCA е мртов, пошто, како ти кажам, они ми се... Ја не сум некој голем рап фан, мада слушам рап од клиенци, и она си тие. На времето ги имам слушано и плочи, ги имам Curtis Blow, Old School, Hip Hop, Nile School, не знам, Grandmaster Flash, сите тие ствари. И после слушам успут помалце, не е нешто, али Beastie Boys ми се најбољи, баш кај не ги доживам тука као рапери хип-хоп. Они се онака... Они се мешави на 90. Они се хип-хоп и е све, они почињаат као хардкор панк бенд и после станат хип-хоп и целиот тој филм е многу добар, гледате го, ако многу ќе ви се свија, ќе ви сте очигледно фанови фрикови музички и тоа ќе ви значи. Баш има за семплување она на вториот албум кога се нафурале на семплови, кога влегли го правеле и семплуеле и полудел и вака ги гледаш, се радујат, причаат, знаеш како им е супер што тоа го правеле, дури вика претеравме, вика и као и никој не ни го сакаш албумот, али вика семплуење, знаеш, ја вака гледам си, вика евате супер ова музика права ствар, знаеш, гледайте го добар. Па од семплови идеме на кавери. Ти преска спомна дека една песна што сега да пешам. Ретко те гледам со девојки, што уствари сега свегам дека ви е кавер од Идоли. Да. А Идоли е вториот албум што го прати за Да, еден нас. од албумите, мада не се наоѓа, ретко те виждам се девојка, ма не се наоѓа на овој албум. Да, Овој албум окей. одбрани последни дани, ово е па веќе не само по мене, гледам за сега више општо прифатена оваква флоскула е дека е најдобриот југословенски албум на сите времиња, па дури луѓе кои не го капираат албумот го викаат тоа, пошто е кул да се каже. Али е она ужасно паметен албум и овие Идоли се едни од најпаметните дечки што било кога сум ги слушал, какви фини паметни деца од Београд. Прва генерација родена и растена у Југославија која немала војна, која имала доволно за јадење, која била образована, која била наслушана, начитана и кул, фини дечки и ужасно паметна екипа која го слушаш ова е многу паметен албум, мислам некој песни као Едина или као Одбрана или као не знам Последни дани, моја си е мојата едина главна птица. Тоа се толку паметни и они ги гледаш нивните текстови у тоа време. Они намерно користат исто провокации, страшни ствари, византиска музика која тоа време било релативно контраверзно, пошто црквата и комунистичката партија навидум не биле у најдобри односи, испод површина нормално си правеле да пукне и тие работи. Али у рок н рол не се користела византиска музика, они користат византиска музика, многу чудни текстови, кои ми беше долго време она фазон да ги сватам, па сватив дека нема што да сватам, него они намерно интелектуализирани и спајале работи за да те предизвикаат да размислуваш, за да ти смислиш нешто свое. И они се ужасно паметни, они се ужасно големо влијание на мене. Јас себе се гледам како тако видна човек, не сум талентиран за музика, али имам пуно идеи. И има, тачно знам што сакам да кажам. Всушност јас се бавам со музика за да го кажам оно што сакам да го кажам. Музиката е моја политика. За мене музиката е политика. Преска викав дека е language на универзумот. Јас сега викам политика, ништо не ми верујте, све лажам. Шала на страна, значи ретко те виждам со девојка ма една од тие Идоли песни. Ретко те виđam sa devojkama, a viđam te svaki dan. Всушност го прави тачно тоа, у тоа време она е многу битна општествено политичка, социолошка и поп-културна композиција. Она е
без страна на првиот нивен сингл пар години пред ова. Мајчики се вика првиот сингл, не знам, знаете Мајчики, кој исто така тотална заебанција за социјализмот. Да, било нешто од Советски сојуз, нешто Па пародија. Мајчики е као ругање со она радничка класа и сите тие трипови ги ругаат Русија, всушност не ја ругаат Русија, ја ругаат Југославија. Значи, идоли увек биле општествено свесни, провокативни, ама на паметен начин на кој што комунистичката партија не може да те забрани. Па тоа ме зачуи дали е ради тоа или дали е као Па еве ти кажем, они се и субверзивноста. Ретко те видам со девојкама, е песма у тоа време за геј, луѓе. И у тоа време 79-80 брат, денеска е зезнато геј ова она, ама тогаш брат може и да те слома, да те убијат, едноставно било страшно тоа. Има еден филм, треба да го гледате ако ви се свига више идоли и ретко те видам со девојкама, се вика Дечко кој ја бечава. Дечко го беча 81 или 80-та филм на Слободан Шијан ли беше режисер, има гениална музика, меѓу другото идоли се појавуваат и свират, има неколку песни од идоли. У филмот и на домашна журка се појавуваат идоли, ја свират и Едина Малена, има музика од Шарла Кробата, има музика од пуно бендови од тоа време југословенски, е тој гениален филм. И тачно и филмот се бави меѓу другото и Навен Шарла Кробата прават намерно песна изводат дека се они геј, а не се, само за да ги нервираат селјаците, пошто сега се нервираат ужасно. И на крај ги убива. Сега да кажам, у тоа време тоа е многу храбро, субверзивно и битно да се каже, што го кажале. И одеднаш испадна у 2000 и некоја 13-14 која ние правевме, ние сакавме да правим некој, ја увек сакам да правим некои верзии на идоли и обработки, ама знаеш, научив во мојот живот, имам направено 10-15 обработки, научив дека не треба така лесно да фатиш песна да обработиш, мора сериозно да знаеш што правиш со неа. Значи јас сум задоволен од обработките што сум ги правил, ама можам одма да кажам дека 2/3 од нив сум требал подобро да ги направам и нема ни да ги споминјам. Али ова е едно од поуспешните, едно од добрите и фантастично е препевот на македонски. Сватив дека кога ги препевам, исто имам преработен, не знам дали знаете од Екатерина Велика, од Екатерина друга, луѓе од градови, луѓе из градова. Тоа исто. Тоа песна конкретно не ја знам, али е Луѓе од градови е варијанта на PMG на луѓе из градова од Екатерина Велика. Почнав да уживам да препевам песни од српски на македонски. Значи самото препевањето, што не можеш само да ја преведеш, мораш да ја ставиш у контекст, мораш да ја ставиш поетски, да можеш да ја испееш у песната. И сватив дека што супер ми иде да препевам од српски и македонски, него починам да мислам дека македонскиот език е многу повозбудлив за пеење од српскиот. Дека песната која ќе ја кажеш на македонски, некако повеќе тежина ми има него на српски. Може би и заради тоа што ми изнервираа србите со тие војни од 90-тите. Мислам, јас сум она југословенско дете, растав сум Југославија, јас сакав таа земја, бевме шампиони, и искрено мене ми се гадни ги, никад нема да им простам на тие. Сите луѓе кои ја уништија, знаеш, едноставно тоа беше една добра земја и за нас македонците. Супер земја, али да не зборам сега југоносталгичарски муабети. И јас сум таа генерација, знаеш, на 18-19 години се распадна, значи јас сум одраснат на таа култура, на таа генерација, на таа музика, на тие луѓе кои беа она ужасно паметни и ја критикуваат таа, знаеш, а у исто време не беа деструктивни према системот, него го конструктивно го критикува идоли, Шарла Кробата, Катерина, сите тие бендови од таа генерација, они конструктивно го критикува системот, они не беа да се сруши, они беа да се подобри. Денеска ги гледа секоја шуша го критикува системот и сака да не удри метеор, ме разбираш. Не да умре Македонија, цел свет да го нема. Значи сите се критички настроени, сите знаат све, сите се најпаметни и сите сакаат метеор да не удри. Значи оваа генерација не беше метеор да не удри, него ајде да бидеме болji. И све беше кул, све беше паметно, прогресивно, се кинеа тие некои стеги на општеството, ама на еден креативен начин. И сето тоа толку многу ми влијаше, јас сакав било што да преработам од тоа и ти викам препевајќи ја, сватив дека фантастично звучи на македонски, у тој момент имаше некоја хајка према геј луѓето. Кога се дешаваше таа. И си викам, просто е неверојатно колку е актуелно ова е 78, ова е 2000, некој ништо не се сменило. Да, пак може истото да важи Да, за сега. да. Значи у исто време правиме хајка, градиме споменик на Александар Велики од 40 метра, у тоа време се градеше, и у исто време тепаме геј луѓе. Значи градиме најголем споменик на еден од најпознатите гејеви во историјата. Тоа е факт, како ти кажам. Мислам, и толку е чудно и онда у тој момент мене ми дојде супер политички да го направиме тоа и многу упали кога свиревме таа песма, многу пројде као некој семи хит беше на PMG, кај да свириме увек луѓето реагираа супер. И тоа е причата со таа песна. Ретко те гледам со девојки, а те гледам секој ден. Сега кога
ќе се спомни југословенска музика ми е Идоли, не знам, пример, еве Шарло има нели и компилацијски албум со Шарло и Електрични оргазам. Да, тоа е пакет аранжман, Да, зашто зашто? Не, супер као бенд и све тоа, него не сваќам моментот на тоа што викаш ко популарен бенд се, не се, а тоа у исто време што викаш ја критикува таа, како да кажам, тој режим, власт што и да е, тој government у тоа време, а некако пак се меѓу луѓето, пример, популарни. И са, а у исто време го слушаш моветот на кој што викаш, таа генерација да бе Југославија беше најбоља, ама овие критикуваат, а у исто време се популарни. И сега што е? Као добро или не е добро? И добро и не е добро. Све е и добро и не е добро цело време. Само треба да се одржи нивото на конструктивно, знаеш. Пошто кога они увек биле конструктивни. Например, они се многу интересни, они знаеш како настанале Идоли. Они биле како нека екипа другари, па некој лик, еден од ми киднува името. Он бил многу интересен, некој откачен уметник у југословенско време, кој уствари бил доста успешен на европско ниво, не знам како се викаше, го заборавам. Он имал проект некој, сакал да покаже дека може да собере група на сосема непознати луѓе и да ги направи ради ништо познати. И он малтене тука се упознале една екипа Влад Дивљан и Зденко Колар, басистот и композиторот, од друга страна не беше Крстичко, има и другар на Срđan Шапер, кој е многу ужасно паметен тип. И они ги собрал на едно место и они биле као искричава, они се сретнали и се расправале, ама она интелектуална екипа која што се вика се удира една од друга, ама конструктивно комуницираат и као они уште немале ни песма или имале идеи за песми, овој ликов ги сликал, ги пуштал у тогашни некои битни младински списанија она и као дечаци, кои се овие дечаци она и после одеднаш станале идоли и они више кога го издаваат првиот сингл кој е Мајчики, ретко те виđам се девекама, кој е Мајчики нели ужасно таква контроверзна ствар, ама игрива поприлично, така така да у исто време го имаш она и зезањето и лесното, ама и она све има унутра и ти треба да си паметен да видиш, знаеш, и да си глуп ќе се наозиш и да си паметен ќе се наозиш. Тоа е причата со добрата поп музика. И онда они стануваат популарни уште пред луѓето да чујат кои се. И они се успешен уметнички проект на тој лик кој после нормално она продолжи од таму, не знам. И они више имаат синглови, веќе се ужасно популарни. Они немаат само овој ужасно интелектуален албум, они имаат и полесни албумчиња, како например пред ова имаат еден мини албум каде што има Едина малена, каде што има девојко мала која е преработка на шлагер од 50-ти, значи накви easy numbers, али интелигентно, онака со блага доза на иронија обработени, значи ругаат, ама ругаат од културно ниво, не прават деструкција, него само го запиберуваат, као малце поише пипер титура му манџата, љуто ти е, ама добро е. И на сите им се свига и стануваат популарни, па онда е овој албум, кој го снимаат, кој е groundbreaking и продукцијски и све. Например, не знам, Ханка Палдум ли која беше народна пејачка, снимала у студијата у исто време и манце ги послушала и му рекла, ово е горе од джеза. Знаеш, за овој албум. После ова имаат албум Чоколада, 84-та, кај што имаат кој е еден од најпродаваните албуми во Југославија, не знам, 300-400 илјади примероци. Ти си моја чоколада. Да. Ти си моја čokolada, ja sam tvoja čokolada i da nisi tako mlada. Другиот дел од албумот е многу паметна интелектуална поп музика, ама па е значи знаат да направат доза, знаат да го имаат и едното и другото, исто време те ругаат, ти кажуваат како е, те збунуваат, ама и те расположуваат, можеш да ја залапаш и женска ти, и на девојчето ќе се свиѓа музиката, и на тебе, и на сите, ме разбираш, многу се паметни. Тоа е знаат како паметно да го направат. Многу се паметни. Знаат да ти продаат било шо, знаеш, пошто се паметни. Како ще бе, паметни дечко из центра града. Сам да ви се заблагодарам што ми дававте прилика да дојдам тука и да зборам овака супер пријатна атмосфера за музика. На тебе што дојде. Последниве неколку години ме викаат цело време да зборам за некои теми, не знам зашто ме викаат. Очигледно тоа после му одговара некој да пише глупости, ме прашуваат за чудни работи, оддавна никој не ме прашал за музика и така ми е добро, фала многу. Тем ви фала. Било ние што ни се свига форматот. Последното е гостино да се потпише на зидот позади тебе. Кај сагаш, шо сагаш, пиши. Обично не знам ништо, кој ќе ми рече што да се потпишам и коментираат да им се потпишам, пошто јас сум некој тип на некои луѓе ме доживуваат како некој што треба да им се потпише. И обично ова правам. Аха. Топ. Пошто порано ми вика дека треба повеќе да се смеам, многу сум бил озбилен. Па топ, Парк Шема, сезона 2.